Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Pozdrav hem selamit đalađiko samar dikutne. Надинама дека техничко шунгева е сафино, а ке веќе ти као дека шейх акатитано. Споделено лайв, ако шунаемен, пишнен манге, да бите шајте ли кав, дали значи са окетанен, дали са уреду, дали шунгева е. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ercan, шукар аля. Хем шукар селемин керава исто самар дикутнен кола сојтанитари платформа YouTube. Почеме значи ек селами джиленде, авдиве сјамен ек будшужи тема. Кија каја темата ни повезиме со шајвеч теби кентеле. Значи какера лафитаро штар исламска месепија кола со Амен джанаја, али джекана на синемена два шајпа, значи аке тешуна тракла штар месепија, значи те кера хари повише лафи, да би те шајте интензивирина хари акаја тема, иако тани доста сензибилно, али адалеске поканингема вдиве доста компетентно шево, о шейх Хусейн Адеми, кога валаменге специјален тари Македонија, значи авдиве какилодијек шужосов пети, надинама дека акалестра кој користинем пет саопхалја. Ширен на лайф несебично, да бите шајте ова ико побаро број. Хем надинама дека акалестар да, значи колодијек пулка, кога со амен, сар муслимајна или сар манушатаро исламско вероисповест ке кијамари пракса да, кана, хем као познена хари пошкара кале штаре месепен, сакава колтмено шајпа, значи таромаро шейх Хусейн Адеми тешунен. Ширен несебично лайв, таби това ико побаро број. Еселаму алейкум, Емран Демирович. Ширен на лайв, таби те шај това са соекривин ко побаро број, хем амен те почина амар редовно програма е. Јек баро селями джаладжико левче, шукаре ранмаге. Тагирен одоле манушен кола сојтуменге со мислена дека ковен значи користимите рекаја програма, односно тараква дерси кола со кикиламинге о шейх Хусейн Адеми. Меса прво селаминкерава хем бактари нава сариненге и барират кола со обележинала кој масек му бареко Рамадан или последна деш диве таро јек рамазанско обредија или па од деш диве кола со анавкердејте неко ислам сар лейлету кадр. Ширен на лайф. Еселаму алейкум ве рахметуллахи емрах. Шукара аляна минге. Ширен на лайф, таби това и купуваро број. Не похари, значи отприлика кога починамаре дерсеја, дава отприлика па на 3-4 минути, те шете починамаре редовно програма. Еджи тогаш споделен лайв, да би това купуваро број. Јек баро селями джалачки ти дара, шкарела на мангимтен. Селями сако ко сушинам пралека неко дини, ислами реđe Айрулов, јек селями джитуте, да? Значи мануш кога со
Авдие Колтман да шајпате шунен нешто кое со стварно ме мислева дека барем мене шунгјум добока прецизно им добока шукар сохпети кој крава пелафитеро штар ислямска месепија. Ако требало тоа саринеге, значи интересно. Соска ако аменна реку немен сар муслимајна би требало и онда теџана Хари повише таропела штар месепија. Кога со колам ги објасним. Па на 2 минути ка почина иншалла Аллах скренаве. Ширин на лайф таби това и купувар број. Ајки гаре. Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху. Баш исакова со куѓакана. Хем нормално е баро селами џала џико манушакова дикенамен исто преку јаверада платформе. Јека далендер мангавате селаминкираните поздравина исто саоколе праленкова споделин деда о лайф. О Аллах иншалла нека награди нелен најшуже награда е. Era tutni tema сар со веќе наведингем теле сар со дикена каде ко филтери ем кој едитори пишнава значи о штар месепија. Како пелафитаро исламска штар месепија кола со аменге шајџанаја нешто, али пошукарите на мануша кола со итане значи акалесте доста уходиме џанена повише читиме итане, значи увеќе танушкарте шуна таро манушакова со исилен нели компетентно некоја кала тема. Јек селамиџико Роберт Аде, обсесто, Аллах иншалла нека награди. Нотим селамиџико Facebook юзер, срсова кергиум ширен на лайф, табите шајту користенепе и јаверада мануша таро исламско вероисповест. Амен за јек минута иншалла о шејх ковал готов, па ајареда коламе на 2 шајпа, значи те почина да амен амаре редовно програма. Амен починае, ке шејхтано веќе кате, така да, надинаваме дека кашајте уклучина. Ширинен туме несевично лајт, таби това и купувару. Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху, шејх. Само да го фатиме микрофонот. Алейкум селам ва рахметуллахи ва баракатуху. Јас во позадина пуштив малце вака како инспирација една добра тесалувска, ај така да кажам сега, да така ќе си ја наречам, да може да нас инспирира малце. Ако смета или да малце да смарам или како? Јас ако смеам да забележам, видов дека пред нашава емисија одеше друга емисија, нели? Да, така е. Ја не разбирам на ромски на голема жалост и колку те разбрав, нели треба шер да има поголем број на посетители и така натаму. Изгледа претходниот состав бил визуелно поатрактивен од мене и од тебе и имаше поголема посета. Тоа не верувам, шејх. Знам дека тоа ќе се дели и еве сега почнува веќе да пораснува проеката. Ние сме тука, сега моментално сме на 55, на 60 одиме. Но како што реков, сигурен сум тоа, знам дека сите кои ќе влезат сега од исламската вероисповест, тоа ќе се сподели затоа што имаме јака тема денеска од 4 месепи. Јас како прво сакам да те селам, значи селам ти пратам до тебе. Стално се осеќам на некој начин привилегиран кога се работи за таков човек како тебе. Аллах те награди. Јас
Ние сме обични смртници и камо среќа да сме толку машала колку што ти мислиш. Многу сме испод тоа, ама нема врска, ајде. Знам дека ти си многу вака понизно сакаш стално да ја посеиш и тоа е добро. Нема врска, да закална хе. Добро е кога некој друг ќе те пофали, така да? Тоа е подобро. Дај Боже да бидеме пофалени, иншала. Кажи ми само морам да те прекинам. Кажи ми како ме слушаш и како ме гледаш. Ја те гледам супер визуално, значи си многу добар. Чиста сликата е супер. Малку технолошки сум напредувал, нели? Си зедов камера, си зедов вакви слушалки. Токму таа причина да можеме со вас и помеѓу останатото и со вас и со другите да можеме убаво да се гледаме и слушаме. Иако вака си се гледам себе си на екран, се доживам како некој коментатор на фудбалски клуб. Space Agency of NASA. Разбираш? Се чувствувам космонаутски, ама ете добро е. Јас мислам дека важно е што излегува од твојата уста, шејх, а не како изгледаме вечером. Значи, тоа е тоа што треба така да останеме на тоа. Знам дека денеска имаме многу јака тема. Темата значи е како што наведевме веќе долу. Да. Темата е 4 месепи, исламски месепи. И тоа е тоа кое јас и ти селектиравме, мислам дека ќе биде многу поучна за нашите гледачи. И повикам исто нашите гледачи, значи да шират несебично лајфот, да може да се укористат и другите браќа кои се наоѓаат во исламска вероисповест, а не само во исламска вероисповест, него и луѓето кои не се во исламска вероисповест. Токму така. Да може и тие да гледат друга перспектива. Значи токму така. Бидејќи перспективата што ја нуди, значи перспективата што ја нуди исламот од оваа гледна точка е сосема поинаква од било која друга историска перспектива, без оглед дали се работи за религија, дали се работи за идеологија, дали се работи за филозофски правец или за политичка директива, или без оглед дали е во прашање уредување на законодавен устав кој што нема врска со исламот, нели, дали е тоа демократија, дали ова, дали она. Значи, исламот нуди една извонредна перспектива од позиција на исламско право, меѓутоа, тоа ќе го разговараме вечер, иншалла. Иншалла. Пре него што ќе одиме ние, пред да одиме со нашата тема која денеска е вака, да кажам, сега селектиравме, би сакал некои прашања вака од мене да прашам, кои ете, нека биде тоа така како еден вовед во нашата вечерашна емисија. Првото прашање ќе биде која што ти веќе тука наведе, ние имавме една емисија и сакав накратко само да ти објаснам, пошто ромскиот јазик сега не ти е познат, би сакал само да ти објаснам зошто се работеше за една група жени, ромски жени, кои во социјалните мрежи почнале да се борат за женските права. Интересно. За женските права сега тука имаше некои тензии кои на некому нешто тука додаваат, па се додава, па нешто се вади и така натаму. И тоа беше некоја тема да се гледа кој е правото во социјалните мрежи на жената, не само како општествен проблем, него и религиозен проблем. Како гледа и религијата на тоа? Па би сакал одма да те прашам, кое право има жената во религија? Викни ги почитуваните господи кои беа во емисијата пред малку. Да, ќе дојдат сигурно. Сигурно ќе дојдат и добро е тоа да се слуша. Токму така. Добро. Значи, бисмилlah, алхамдулилlah, ва салату ва саламу аля расулилlah. Знаеш, јас имаш едно искуство многу интересно. Минатата недела
имавте еден ефендија тука од Скопје поканет во ваша емисија, нели, и бевте така еден водител и една водителка, нели. Јас тоа го слушнав и слушнав дека сте имали убав разговор и така натаму и така натаму. Меѓутоа овде кај нас во чаршијата, знаеш, дури се спомнуваше, некои се чудеа како е можно, нели, една таква средба и така натаму помеѓу верско лице, помеѓу дотичната почитувана господја или госпогица, што е веќе, нели? И ти тука си бил присутен. И знаеш, и тоа е многу, тоа сакам да го поврзам со ова сега, ти што го збориш, знаеш. Ние имаме еден проблем. Сега не знам како функционира кај вас во Европа. Јас сум живеел во Европа, сум работел како професор таму бев и така натаму. Едно време и новинар бев во Виена, нели? Уште пред ти да станеш новинар водител, нели? И многу интересно, сега не знам во која насока се движи менталитетот на тамошниот муслиман, нели, поготово муслиманот од ромска национална припадност, нели. Меѓутоа овде знам што се случува и овде во оваа наша јадна напатена држава, сега сме Северна Македонија, дај Боже да останеме така, што ќе биде утре не знам, разбираш. Има многу интересантни движења. Ова наше друштво е преплавено со национализми, преплавено е со шовинизми, со секакви идиотизми, расизми. Значи све што завршува на сизам, значи овде ќе го најдеш кај нас. Разбираш? На голема жалост, нели? И има исто така, знаеш, во едно вака оптеретено општество, во една заедница, значи, која е прекриена со будалаштини од секаков вид, знаеш, извонено тешко е човекот да се снаоѓа самиот и на вистина слободоумно да размислува. Многу е тешко човек од себе си овде да се пронајде, па дури во обичен разговор со некој соговорник. Зошто? Затоа што не знаеш страв ти е каков соговорник стои наспроти тебе. Нели? Јас сум тука, не знам дали ти реков, не знам, мислам дека ти спомнав, јас сум овде колумнист во еден македонски медиум, нели? И имам интересни искуства. Значи се мешам со секаков тип на луѓе. Значи и луѓе заговараат своји права, демократски права, права на жените, оваква права, онакви, нели, верски права, национални права. И знаеш, во сета таа лудорија, секој бара се некакви права, меѓутоа, зошто не може да се најде конечно решение за вистинското право кое што му припаѓа на човекот? Голем проблем е затоа што ние, погото ние муслиманите, значи живееме, ние муслиманите не можеме да живееме препуштени на самите себе си, во смисол да дозволиме секојдневието да ги формира нашите идеи, да ги формира нашите гледања на свет, нашите видувања на случките, нели? Како прво, ние сме многу лоши аналитичари. Како второ, немаме простор за никаква аналитика, затоа што сме оптеретени со бремето на овие идиотизми кои не обкружуваат. А најголемиот идиотизам од кој страдаме ние овде е сиромаштијата која што од ден на ден зема се поголем забав. Нели? И човекот кога е финансиски осиромашен, тој не е во состојба себе си интелектуално да се воздигнува. Нели, на голема жалост. А кога велиме не е во состојба интелектуално да се воздигнува, значи таквата личност не е во состојба пред се верски себе си да се изгради, нели, поради X притисоци и така натаму, бидејќи политиката на голема жалост не само дека ги уредува односите меѓу луѓето, дали без оглед дали се добри или лоши, туку ги понекогаш во голем број случаеви политиката се труди да го регулира односот помеѓу човекот и возвишениот Бог, на голема жалост. Нели?
И сега тука доаѓа прашањето, ако ние не сме способни да се пронајдеме, кој е излезот, кој е решението? Решението е човекот да научи себе си да се чита низ призмата на Аллаховата објава. Ние муслиманите така ги гледаме работите, нели? Ја сега ти зборам чисто теолошки аспект. Да. И сега треба да се читаме низ призмата на Аллаховата објава. Ако нашето читање на Аллаховата објава е исправно, ако ние сме изградиле исправен пристап кон она што Господарот Субханаху ва Теала ни го дава како насока, како смерница, како патоказ, нели, секој пат, еве ти си шофер, сите ние сме шофери, еве и почитуваните господи се шофери, нашите сестри шофери и така натаму, нели, сите ние гледаме знаци на патот, нели, ти ако не ги почитуваш тие знаци на патот, или ќе настрадаш некаде, не дај Боже, еве да не се обраќам во второ лице, се извинувам, тој што не ги почитува знаците или ќе настрада, не дај Боже, или ќе предизвика голем хаос во сообраќај, Или ќе врши некои прекршоци. Или ќе врши некои прекршоци. Значи, што би се рекло, потенцијален убица иза волана, нели? Зарем е можно во исламот да нема патоказ, да нема знаци? Тоа не е можно. Аллах Субханаху ва Теала тие знаци ги објавил, меѓутоа луѓето се мрзливи, луѓето не сакаат да читаат знаци, нели? Или ќе ги научат знаците само непосредно пред тестот и потоа ќе ги заборават, ќе ги занемарат. Меѓутоа знаците на исламот не може да се занемарат, не може да се отфрлат. Тие трајат за цел живот. Човекот цел свој живот треба да пази како се движи по магистралата или по аутобанот, нели, кој што ќе го води директно кон среќата или кон задоволството на возвишениот Господар Аллах Субханаху ва Теала, и така тој да заслужи да влезе во џеннетот. Една од тие легислативи или една од тие правни законски одредби за кои што исламот говори со цел да го разубави и да го олесни животот на заедницата е односот помеѓу мажот и жената. И не само односот помеѓу мажот и жената, туку исламот го регулирал статусот на мажот и го регулирал статусот на жената. Прв пат во историјата на човештвото, жената се пронаоѓа себе си како рамноправен член на заедницата, на иста дереџа како и мажот. Затоа некаде таму на запад или некаде на исток кога се критикува исламот, се говори против исламот во смисла дека исламот не ги почитува правата на жената, дека исламот ја угнетува жена. Не е тоа вистина. Жената, сега јас ќе ти кажам, ќе ја откријам една тајна, нели? Една од првите муфтии, значи жена која што прва говорела во името на исламот, жена која што била, значи, извор на ислам, вистинското манифестирање или значи извор на вистинската презентација на изворната исламска мисла, тоа е Аиша радијаллаху таала анха вардаха, сопругата на пегамберот алейхи салату веселам, мајката на правоверните, нашата мајка. Таа е една од првите муфтии, значи таа е една од првите која што имала авторитет и знаење и углед и почит од целата заедница, нели, да издава верски децизии, да збори во име на верата, да биде гласноговорник на верата, на муслиманите да им вели ова смеете, ова не смеете, ова можете, ова не можете, ова е дозволено, ова е забрането, нели? И сега интересна е работата како ние муслиманите ја го угнетуваме правото на жената, а од жената директно, од жена сме ја зеле, нели, презентацијата на верата со која што е пратен Мухамед салалаху алейхи ва селем, нели? Значи отом потом ќе имаме време да збориме за ова, посебна тема ако Сигурно. Интересно е дека жената во исламот ги предводела најголемите војски на исламот, ги предводела најголемите државни уредувања,
значи жената управувала во еден момент, жената управувала со идеолошкиот момент на муслиманската заедница и одеднаш некој вели дека исламот не и дава право, тоа се лаги. Само за пример, има еден познат исламски теолог, научник, живеел пред 850 години, нели? Ебу Аббас Ахмед, нели? Имал во својот живот 360 учители од кои што го учел исламот. Значи говориме за периодот пред 850 години. Од тие 360 учители 65 биле жени. Тој самиот вели: јас коментарот на Куранот и исламското право го научив од моите учителки. И како е можно сега исламот да не им дава право на жените? Тоа е само еден мал пример. А гледај во Европа, нели, да не ги увредиме европјаните, таму сте ни вие, не дај Боже, не сакаме да ве увредиме, нели? Ама де факт гледај во Шведска, значи, која се смета за рај на демократијата, нели? Значи, Шведска која веќе во таа нејзина слобода, више не се знае ко пие, ко плача, нели? Толку голема слобода има, нели? Шведска прв пат во својата историја право на глас на избори парламентарни на жените им дава во 1974 година. Тоа не е толку далеку. Тоа е пред 45-6 години период од прилике. Нели? Додека Аба беше популарна, додека Аба пееше Мани Ватерлу, нели? Кога Евровизија ја зедува со таа песна. Пеа за поразот на Наполеон, нели? Значи дури тогаш шведската жена доби право на глас. А ние мислиме дека тие со женските права се вивна во галаксии недостижни, меѓутоа не е тоа вистина. Исламот сите нив ги претекнал, меѓутоа отом потом друга тема, иншалла. Иншалла. Шех, многу го објасни. Баш тука во коментарите гледам нормално дека жените со тоа исто потврда се даде сега, дека исламот не е против жената, него е со жената, чак и дава повеќе вредности него било која друга религија или па да кажам сега општествен закон. Да. Мислам дека ќе се согласиш. Како нема да се согласам? Види, ајде, нема проблем, ајде ќе зборим. Нема проблем, кажи. Викам, морам да се согласам, знаеш зошто? Бидејќи де факто, значи, жената по прв пат во историјата, значи преку исламот го пронаоѓа својот дигнитет, значи или што би се кажало своето достоинство. Зошто? Затоа што прв пат во историјата, низ призмата на Аллаховата објава во исламот, жената добива апсолутна слобода на размислување, апсолутна слобода на делување, апсолутна слобода со бавење на наука и изучување како на исламски, така и природни науки, и исламот и дава апсолутна слобода таа да излезе во јавност, таа јавно да ги публикува своите ставови, јавно да говори за она што го научила од знаењето. Значи, без никакво криење, без никакво прикривање, туку што дури во одредени моменти е повикувана, значи збориме за исламот, жената како исламски теолог повикувана е во одредени случаеви да даде став, нели, и мислење за одредена општествена проблематика и тоа да биде прифатено. Каде го има тоа? Во ниједна религија. Жената ден денес е предмет на можно поробување и на исток и на запад. Или па некој символ, или па некако страшно. Ние ја символизираме на некој начин, жената ја символизираме и тоа е тоа. Страшно. Знаеш што е проблемот, Сали? Проблемот е во тоа што ние муслиманите немаме доволно простор во јавните медиуми да говориме за таа тема. За таа тема говорат само немуслимани. Обично луѓе ориенталисти кои што се негативно расположени кон исламот. И сега нашата жена или нашата сестра, нели, посебно на запад, нели, во недостаток на вистинска информација од страна на некој
компетентен исламски научник, нели, таа само ги впива информациите кои се сервирани од страна на луѓе кои што тенденциозно говорат на сметка на исламот и сакаат жената да ја оддалечат од исламот, нели? И затоа ние не можеме да го докажеме спротивното. Меѓутоа, елхамдулилlah, Господарот дава вакви онакви патишта, нели, кој сака може да дознае. Јас се надевам дека тоа ќе биде убаво, прагматично делување на сите наши жени да можат и со оваа информација, значи да ја продолжат својата работа, своите прави да ги задржат и фундаментот како темел на исламот уште повеќе да се вклучат во ислам, затоа што исламот не е против жената, него е за жената. Шејх, еве сега гледам дека тука нестрпливо луѓето чекат на нашата тема вечерва. Да чекаат темата. Да, темата. И тука има некои кои ми пишат. Така да, ние денеска... Ајде више почнете. Што чекате више? Доста за жените. Ние денеска баш избиравме таа тема, значи 4 исламски месеци. Дали ќе може накратко, значи од овие 4 месеци нешто да се каже, да малце повеќе дознаеме за овие 4 месеци. Како се поред дојдени, како живееле, дали меѓусебно се сакале или па се не се сакале, значи што е тоа што треба да се знае, секој муслиман да го знае од овие 4 месеци. Или каде се разликуваме? Добро. Јас пред се би те замолил само малце оваа флейта, ако може да ја намалиш. Може и друго нешто да ти барам ако сакаш, нема. Не мора ништо, за мене, значи, ова е сосема во ред. Еве вака, пак ќе кажем бисмилла, алхамдулилlah, ва салату ва саламу аля расулилlah. Значи, уште првиот ден ти кога ме повика, значи да им кажеме на браќата, на почитуваните сестри, значи ова е тема која треба, значи да ни голем простор оваа тема бара. Нели, не е лесно да се образложи нешто во толку и толку минути. Значи ќе ги замолам сите твои гости овде, нели, да бидат трпеливи иншааллаху таала, да не разберат, бидејќи секој збор што ќе биде кажан ќе биде кажан со цел, со намера. Значи нема да биде кружење ко киша око Крагуевца што викаат комшиеве северни овде. Мада и ние сме веќе северни, нели? Така е, нема разлика многу. Баракаллах фик, закаллах хер. Види, јас се зачудив уште пред недела дена кога ме контактираше ти, кога ми го постави ова прашање. Зошто се зачудив? Затоа што оваа тема е навистина извонредна тема. Значи, и навистина треба да се говори за оваа тема, меѓутоа оваа тема не може да биде тема за разговор затоа што ние не сме ја оживееле во нашата пракса. Сега малку ќе бидам критичен. Значи, никој да не ми се лути, не дај Боже. Значи, уедду еманата ила ехлиха. Аллах субханаху ва таала вели во неговата книга, а кога велиме Аллах Джелешану вели нешто, тоа сакаме да кажеме со тоа дека Куранот е наш законник. Значи, се што тврдиме, се што говориме, на се што се повикуваме во нашите животни ставови, основа ни е Куранот, нели? Значи, Куранот е наш устав, нели? Господарот вели и работите, доверете им ги на оние кои што се способни да ги извршуваат. Значи, ние велиме еманет. Значи, еманетот треба да му се даде на оној човек кој што е способен да ги изврши, да говори за нив. Еманетот во овој конкретен случај или говорот за оваа тема треба стрикно да им се даде, само на луѓе кои што се бават со исламска наука. Сали, ме слушаш, нели? Слушам, те слушам, тука сум. Океј, добро. Значи, зошто ова го нагласувам? Го нагласувам ова затоа што живееме во едно време исполнето со интелектуални предизвици, време на големи идеолошки ренесанси, големи духовни промени кај луѓето, нели?
и луѓето одеднаш преку ноќ сакаат да станат нешто што не биле до вчера. Тако нешто е невозможно. Посебно кога е во прашање исламот. Мене ми е јасно дека темата за 4 мезхеба се повлекува како една тема која за која може да се разговара кога пиеме чај, после ифтар, знаеш, да си го пополниме времето и така натаму. И обично кога разговараме со луѓето и кога се спомнува тие 4 мезхеби, а ја никако не љубам да ги нарекувам мезхеби, значи тие се нарекуваат правни школи, бидејќи самиот израз мезхеб кога ќе го чујам, како некој да ми става вжештено железо во ушите, знаеш, и како да веќе на почеток сме се раздвоиле. Немаме ништо заедничко. Ти си со тој мезхеб, јас сум со тој мезхеб. Мислам, тоа е будалаштина и резултат на непознавање на исламското право. Знаеш, и сега луѓето мислат дека кога се збори за мезхеби, значи сакаме да кажеме тие наши разлики во начинот на клањање, разлики те молам, значи поправиме ако грешам, ако имаш некоја информација повеќе, може би јас имам погрешна перцепција за целово прашање, нели? Меѓутоа имам 30 годишно искуство, па си дозволувам на мојата маленкост малку повеќе да разлечам со приказнава, нели? И тоа е проблем. И сега како се развива, значи целава ситуација кај луѓето, како се развива таа комуникација, како исламската сцена станува поле на собирање на различни менталитети, нели, на различни личности кои настапуваат со своји идеи и видувања, нормално е дека ќе со текот на времето ќе се наметне тема или дилема за тоа кои сме, и што сакаме воопшто. Па затоа, кога збориме за тие 4 мезхеби, повторувам, не љубам да ги викам мезхеби, тоа не е наш израз, тоа е арапски израз. Во превод мезхеб значи насока, патека, пат, или во овој случај со исламска терминологија медхеб или мезхеб значи правна школа. Значи тоа значи што? Значи правна школа. Нема 4 правни школи во исламот. Тоа е едно анатемно разбирање, значи погрешно разбирање. Во исламот има значи екзистирале преку 37 правни школи или мезхеби. Меѓутоа останале само 4. Зошто? Затоа што тоа е бил период на војни, бил период на освојувања, значи бил период на многу компликувани и тешки архивски регистрирања на ставовите на тие исламски алими, и со текот на времето таквите книги или страдале во пожари, или страдале во инвазиони војни, или страдале во поплави, или страдале во некои други временски непогоди, или едноставно се случило човек е исламски алим, значи ви говорам факти од исламската историја, или едноставно се случило човекот исламски голем докажан исламски правник, целиот живот ги собирал своите дела и ги пишувал или на кожички животински, или на папирус ги пишувал, нели, или ги испишувал со јаглен, бидејќи немале пенкала, немале моливи кои што ги познаваме денес, и едноставно целото негово книжевно богатство страдало во пожар. И тој како собственик или како втемелувач на таа правна школа, ракописите биле присутни само кај него со опожурувањето на неговата книготека, нели, не сакам да кажам библиотека, книготека, нели, што се случува? Се случува дека сите тие негови ракописи се изгубени, нели?
или имало случаеви каде што неговите ученици не го запишале, не воделе легална, редовна регистрација на неговите децизии, на неговите ставови, на неговите мислења и фетви, зошто од негова преголема скромност и од негов страф и побожност, неговото знаење да не биде запишано, бидејќи едноставно човекот бил скромен, се плашел некаде да не погреши и се плашел таа грешка понатаму да не се префрлува на идните поколенија, а тој да биде причина за таквото погрешно разбирање на одредена исламска месела, на одредено исламско прашање. Нели? И затоа во исламот, кога се говори за преданијата, кога се говори за пренесувањето на ставовите, за толкувањето на ставовите на одредени исламски алими, поготово кога е хадиската наука во прашање, значи тие пренесувачи се делат во различни групи. Значи имаме пренесувач кој се вика thikatun thabt, значи потврден, доверлив пренесувач. Значи имал извонредна меморија и водел сметка за оно што го запишува. Имаме после само што, имаме после thika, значи доверлив. Значи доверлив е, не е потврден како овој, он е само доверлив, меѓутоа и неговото се прифаќа. Меѓутоа имаме некој, еве да кажеме суул хифз, имал лошо памтење, од него се земаат одредени работи, меѓутоа тие кога се споредува неговото предание со преданијата на тие кои што биле подсврсти и постабилни во пренесувањето на прашањата, имале подобра меморија од него, неговото не се прифаќа, неговото се отфрлува. А имаме па на крајот една најлоша група, нели, тие се за нив се вели ихтелета фи ахири умрихи, значи човек кој што имал во последниот период од својот живот имал деменција. Значи катастрофално му се мешале информациите и погрешно пренесувал ставови. Па од таков воопшто не се прифаќаат ставови. Разбираш? Меѓутоа, кај правните школи се повторува еден те ист многу голем проблем. Кој е тој проблем? Или кај овие мезхеби? Изворните учители или втемелувачи на мезхебите, како што се да кажеме Абу Ханифе, Ахмед ибн Хамбел, имам Ешафи, имам Малик, еве говориме за четирите познати, мада јас тука ќе ви наведам иншала минимум едно 16 подолу кога ќе дојдеме до тоа иншалла, нели? Тие како презентери на својот став, нели, го говорат она што директно го превзеле од првата генерација која што седела со Мухамед салалаху алейхи ва селем. Евентуално со втората генерација, бидејќи тука биле максимум биле од 100 до 150 години, значи временска дистанца од пејгамберот алейхи салату ва селам биле, што е доволно да се сретнат, ако не со асхабите, се сретнале со децата на асхабите, нели? Поготово ако асхабите биле малку постари, нели, а децата ними биле малку помлади, па имале возраст од 80 години, а тогаш дошол, да кажеме, Ахмед ибн Хамбел или имам Ешафии и директно се сретнал со нив, нели? Додека за Ебу Ханифе се вели дека тој дури се сретнал со Абдулла ибн Месуд, со асхабот на пејгамберот алейхи салату ва селам. Меѓутоа, што се случува? Се случува да, на голема жалост, на наши простори, на тука во наш регион, кога луѓето зборат за тие 4 правни школи или така наречени мезхеби, воопшто не го сакам тој израз, ќе се повторам, нели? Што се случува? Бидејќи не сме арапи, не можеме тој израз да го употребуваме. Многу секташки звучи, ама кажи му на арапот мезхеб, готово, он ќе те разбере, нели? А вака кај нас ако кажеш мезхеб, немој, овој не е со нас, овој нещо пак е кривини, нели? Бега. И сега што се случува? Се случува тоа да оригиналното учење на 4 големи имами, нели, е во кореспонденција едно со друго и се поклопува во многу случаеви.
во некои случаеви еден имал ваков став, другиот имал таков став, ќе кажам подоцна зошто имале различни ставови. Каде е проблемот? Проблемот е кога нивните ставови после неколку столетија тенденциозно се толкуваат од страна на луѓе кои што веќе се заробени во јаткастата љуштура. Знаеш што е јаткаста љуштура? А за тие кои што не знаат, значи тоа се јаткасти плодови како оревот или како фстакот, нели имаат од дрво јаткавска љуштура. И значи тој не можеш да го отвориш освен ако не дај Боже гудри стилно. Значи тоа е тврдо, не може вака да се крши како токму така. Сега проблемот е што подоцна, значи кај тие луѓе се појавува екстремизам, се појавува радикализам, нели дека јас и мојот шејх, мојот учител сме во право, секогаш можеме понекогаш да погрешиме. А вие што не сте на нашето, вие сте секогаш во криво, чат пат можеби понекогаш еднаш во 100 години ќе погодите. Од тука доаѓа тоа погрешно позиционирање кон тие правни школи или кон тие мезхеби. И затоа во немал случај, значи во 99,9% случаеви, луѓето кога разговараат за мезхеби, нели, разговараат со одредена доза на резерва, со одредена доза на нетрпеливост, со одредена доза на тензија, нели, и нервоза во текот на разговорот. А на голема жалост, без навреда, ако ги прашаш и едните и другите, немаат баш многу големи информации, нели, за екзегезата или за составот, за содржината на правната школа или како таа функционира. Мислам, дај Боже да бев разбирлив, сопругата постојано ме предупредува, немој, збори со народен речник, збори да те разберат, џаба не може, деформација има овде. Вака те познават, шејх, предпознасли, сега баш во коментарите гледам, значи луѓето те познават така и би бил чуден кога ти би сега зборал народен јазик. Тогаш има да те сваќат. Со моја полна почит кон сите наши драги, кон твоите слушатели и гледачи, Алла да ги чува сите, без оглед кои се, што се, од каде се, нели? А камоли на мезе, па тоа врска нема, разбираш, што е. Сите сме браќа и сестри, иншала. И сите се добре дојдени, дури и немуслиманите се апсолутно добре дојдени. Па ние сме луѓе, ако не разговараме, па што, зарем вака ќе ни помине дуњалукот, Боже сачувај. Така е. Ако можеш од 4 месеци или ја ќе користам сега пак месеп, школи, ајде да кажам, сега и јас ќе нема проблем на тој термин, значи дали ќе може да почнеме од тие 4 школи како настанале, кои се луѓе што така до. Одлично, значи вака, што се однесува до 4 значи правни школи. Значи пред се треба да им биде јасно на нашите браќа, на нашите сестри. Значи, треба да им биде јасно, имаме тука еден гостин, внучето сакаше да се уфрли со свој коментар, најверојатно. Да. Значи, треба... Јас сакав да упутам баш селам до внучето. Џезак Аллах хер, Аллах те награди, брат. Аллах те награди. Благодарам, алейке ва алейхи селам ва рахматуллахи ва баракат. Значи, пред да говориме за појавата на правните школи, ние треба да знаеме една работа. Што значи тоа правна школа и од каде таа правна школа или тој мезхеб, така малку понародно да видиме, го црпи своето учење. Значи, првото, она што треба да го знаеме е што е основата или изворот на исламското верозакон, на исламскиот верозакон. Бидејќи мезхеб или правна школа не е само она како клањаш, каде ги ставаш рацете и така натаму, не. Туку тоа е еден цел законик, тоа е еден цел систем на законски норми. Значи тоа е цела една законска легислатива која што, на пример,
на пример, кога збориме за постот, ние сега се наоѓаме во месецот на постот. Значи, сите и најмали детали поврзани за постот, значи исламското право ги објаснува, нели? Еве сега се наоѓаме во последната третина на Рамазанот, кога луѓето даваат зекат. Значи, што значи тоа зекатот? На кого му припаѓа зекатот? Зошто зекатот постои во исламот? Бидејќи, еве, зекатот е, да кажеме, зекатот е една голема финансиска инекција за муслиманската заедница, нели? Меѓутоа, таа финансиска инекција никако не сме да се дава за изградба на објекти, да кажеме, за изградба на џами. Некој ќе каже, како е тоа можно? Па затоа што Аллах Джелешану тоа го спомнува во ајетот и вели дека зекатот, значи ве молам добро следете ме, дека не ми е тема зекатот, само примери давам. Бидејќи сега сме во тоа време, а најдобро е да се даде пример за она во кое што се наоѓаш во моментот. Нели Господарот Субхану ва Таала вели зекатот им припаѓа на сиромашните, на потребните, на презадолжените, тие што го собираат, нели тие кои што за цели на Аллаховиот пат, за патникот и така натаму. Значи ова се, значи се категории кои што исламското право или мезхебот ги третираат и водат сметка и објаснуваат кои се тие категории, какви се тие категории, кој е тој кој што има право да ги класифицира или да ги одреди тие категории па да им даде зекат, нели? Дали зекатот оди во државната каса или тоа е зекатот кога оди во државната каса, тогаш тоа е злоупотреба. Зошто е злоупотреба? Затоа што со истиот може да се манипулира, нели? Како ришвет да се користи или како корупција или нешто во тој смисол, нели? Кога зекатот се дава ваму или таму. Значи, тоа се све работи кои што ги третира исламското право или што ги третира фикхот, нели? Или ги третира мезхебот, како би се рекло, нели? Исто така, она што го третира исламското право е така наречениот ел-китал или борбата. Која борба? Борбата во која што Мухамед салалаху алейхи ва селем, нели, се бранел од идолопоклониците, како се однесувал, дали земал одвоениот плен, како се однесувал кон воените заробеници. Еве пример, значи прв пат во историјата е забележано дека Мухамед салалаху алейхи ва селем како најголем и најхуман лидер и генерал апсолутен на една таква голема војска, прв пат во историјата се забележува пример кога тој ослободува воени заробеници, ништо не бара од нив. Дајте само научете ги нашиве да читаат и да пишуваат, нели? Или влегува во Мека после 23 години тортура, после 23 години неволји, маки, војни, невино пролиена крв, нели? Ги ослободува сите, не бара освети, нели? Не бара тој треба да ми плати, ќе биде ликвидирани, не, одете, слободни сте, нели? Значи, ова се све работи, ова се све делчиња, делови кои што треба да се испочитуваат за човекот да знае како да се однесува дури во услови на војна. Каде го знаеме ова? Ова го црпиме во поглавието за војните походи на пегамберот алейхи салату веселам, кои што се третираат во делата на четирите мезхеби на Ебу Ханифе, на Малик, на Ахмед и на Шафии, нели? Исто така, ние секојдневно се бавиме со трговија, секојдневно се бавиме со економија, нели? И како така секојдневно имаме меѓусебни односи. На голема жалост денеска сме принудени да работиме со банки, на голема жалост во таков систем живееме секаде во светот, нели? Секаде во светот, нели? И нормално нашето секојдневие бара од нас ние да исполнуваме договори, ние да исполнуваме некакви спорадични или директни договори кои што се однесуваат на нашето секојдневно финансиско функционирање. Кај го имаме тоа?
Па тоа па го имаме во правната школа на четирите мезхеби, нели? Имаме исто така, значи имаме едно семејно право. Семејното право, значи од моментот кога човекот се жени, од моментот кога жената се мажи, значи кои се нивните права, кои се нивните должности, значи целиот тоа, значи во прашање цел еден семеен систем кој што ја црпи својата филозофија од книгата на возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала. Значи тука ја го вројуваме венчањето, женидбата, значи тука е разводот, нели, тука е системот на наследувањето, тука се тестаментите, нели, тука е исто така казненото право, кој ги пропишува казните, од каде казните, затвори за криминалот, кој има право да пропишува законска легислатива, кој управува со ова, со она, кој е собственикот или составувачот на уставот и така натаму, какви консеквенции треба да, или последици следат за тие кои што не го почитуваат уставот и така натаму. Значи тоа е се предвидено во рамките на мезхебите, на правните исламски школи, а не е само како држи раката тука, дали ги држи вака рацете или дали клања и дали клања онака. Тоа е само 0,01% од големите учења, нели, на наследеното знаење од пејгамберот алейхи селату веселам. Или имаме исто така, значи, како да се однесуваме во време кога ќе се појави феноменот на друмски разбойници, нели? Значи друмски разбойници денеска нема, ама ги има на секое место. Јас сум, да не ме разберете погрешно, не сум дежурен критичар на политиката или политичарите, немам ништо против тоа, напротив сакам да живееме во општество каде што сите, и муслиманите и немуслиманите, ќе ги имаме истите права, каде што нема да има дискриминација, ни верска, ни расна, ни финансиска, нели, сакаме сите да живееме заедно, сите да ги имаме истите права, меѓутоа, јас морам да кажам дека посебно ние овде, значи живееме, значи оптеретени со политика и политичари кои што само грабаат, кои што воопшто немаат никаков морален кодекс, значи народот страда, народот пропаѓа, нели? А тие сето благо, сето материјално добро го зимаат за себе и своите семејства, градејќи некакви своји империи кои ќе трајат можеби илјадници години, нели? Меѓутоа исламското право и тоа го има регулирано, нели? Како да се стане на пат на таквиот начин, јас тоа го нарекувам на друмско разбойништво, нели? Како да се спречи, нели, крадењето, како да се спречи феноменот на проституцијата, како да се спречи феноменот на коцкарниците, бидејќи сите тие работи директно влијаат на осиромашувањето на луѓето, а и со самото тоа, ако човекот е материјално осиромашен, тој е многу плодна нива ти со него, значи идеолошки да манипулираш, на голема жалост, нели? Значи тоа се сите работи кои што се предвидени и за истите постои решение во исламските школи, исламските правни школи, или како ги нарекуваат, кај нас ги нарекуваат мезхеби, нели? Јас ќе кажам дека главните, пред да дадам краток осврт, нели, на кои се имамите на главните правни школи, само ќе кажам дека кога велиме мезхеб, значи мислиме на исламска правна школа која што своето знаење и легислативата своја ја црпи од Аллаховата објава, директно од Куранот, а потоа од сунетот, од постапката на Мухамед салалаху алейхи ва селем. Значи тоа се двата најважни извори на исламското законодавство. Потоа на трето место доаѓа ел-иджмаа или концензусот кој што е постигнат од страна на исламските правници. Што значи концензус? Значи се сложиле за одредено правило
дека вака треба да функционира меѓу муслиманите и тоа како такво е прифатено кај широките маси. Нели, тоа е таа иџма или концензус на кој што се повикуваме, иако секогаш ќе постои исклучок, секогаш постои некој што нема можеби да се согласи со таа одлука, меѓутоа кога збориме за муслиманската заедница, Ебу Ханифе, имам Еш-Шафии, Ахмед ибн Хамбел и имам Малик, кога издавале фетва, кога давале свој став, нели, тоа било општо прифатено за добробит на заедницата. И како такво било прифатено како став кој што ќе го следат муслиманите и кој што ќе биде прифатен како законска директива. Нашите муслимани тоа не го знаат. Значи Ебу Ханифе во своето време понудена му е позиција на главен врховен судија. Што значи тоа? Значи, врховен судија не значи ти ќе клањаш рацете вака или ќе ги дигаш рацете вака. Не. Туку треба да го уредува уставот и начинот на правното функционирање на целата заедница. Има Малик и го одбил тоа и затоа бил прогонуван. Затоа бил малтретиран, бил затваран. Нели, бидејќи не сакал своето мислење да го наметнува на луѓето, туку оставал слобода, кој сака нека го прифати мојот став, кој сака нека земе став од некој друг алим, нели? И затоа бил прогонуван, бил малтретиран, бил затваран, му биле ускратувани основните човечки правила, зошто? Затоа што луѓето со ограничена визија и кои биле екстремно расположени, нели, мислеле дека само неговото е најдобро, најпаметно и крај, нели? Истиот случај го имаме со имам Ахмед ибн Хамбел и од него било барано да го прифати и да го презентира своето учење како единствен државен став, кое што ќе им се наметне на луѓето. И тој тоа го одбива. И тој е познат по едно големо искушение, па бил прогонуван поради тоа, па бил тепан, па и така натаму, и така натаму. И дури пред смртта, нели, кога ја испушта од својата племенита душа, јас морам вака да реагирам малце, да не им бидам монотон на слушателите. Нели, Ахмед ибн Хамбел пред да ја испушти својата племенита душа, неговиот син Абдула седел покрај него. И бидејќи имал смртна агонија, во еден момент ќе се онесвестил, во другиот момент би се освестил. И пред да се онесвести, само повторувал не, се уште не. И би се онесвестил. Кога би се освестил, неговиот син го прашувал, вика, татко мој, вика, секогаш пред да се онесвестиш, повторуваш, не, се уште не. Зошто го велиш тоа? Вика, синко, вика, тука го гледам шејтанот пред мене стои. И ми повторува, Ахмеде, вика, никој досега не успел да ме победи. Ти си првиот што си ме победил. А јас му велам, не, се уште не. Кога ќе умрам, тогаш сум те победил. Нели? Прекрасно. Или Ебу Ханифе, нели, соочен со луѓе кои што не го познаваат исламското право, како што сме ние денеска, на голема жалост. Ти денеска кај нас имаме феномен, сите го знаат исламот. Сите зборат за исламот. Сите си даваат право да даваат фетви, нели? А немаат можеби без навреда, нели, немаат можеби едва и основно школо завршиле, нели? Дури и мене многу ме коригираат и така натаму ми даваат совети. Ќе може само да се извинам. Гледам дека има тука браќа кои постават некои прашања, ја не сакам, само сакав уште еднаш тука да дам акцент и да им објаснам на нашите гледачи дека програмава не е така сега договорено да се постават некои отворени прашања, тоа доколку може на крајот, значи шејхот нема проблем за мене, јас сум расположен. Ако сакаш може прашањето само да довршам мојата мисла. Значи да може да се заврши, па тоа. Ако може да се заврши, затоа што Газмен братот, јас му напишав, он не може да сваќа, не знам, можда македонски. Ако е Газмен Бериша, нели? Да, така. Газмен. Еве, јас ќе го замолам иншааллаху теала да причека со прашањата.
Не е никаков проблем, иншала. Ми поставил, ми блокирал целиот зид тука со прашање. Нема проблем, тоа еве јас велам, тоа ќе го решиме ја и он, иншала. Газбет е добар брат, иншала, тоа ќе го решиме, иншала, подоста со него. Значи, Илија Абу Ханифе, кој што, зошто го зборам ова? Ова го говорам затоа што секогаш се повторуваат истите проблеми. Луѓе кои што немаат компетенција, значи да збора за вакви работи, себе си даваат за право да говорат. Тоа е голем проблем. Значи, одиш на забар и го учиш забарот, слушај, вака ќе ја ставиш машината, тука пломбата. Не, ти си во негови раце, немаш врска. Зошто луѓето си даваат за право да разговарат за исламското право, гледај ги книгите позади мене. Тоа се книги стари илјадници години, нели? И сега некој што не знае ништо од тие книги, себе си дава за право да разговара за големи теми, а голем греф е да збориш за она што не го знаеш. Добро, шеј, кој може фетва да држи сега? Пошто стварно тука мора исто и јас да дам малце некоја реплика или прашување, кој е надлежен да држи фетви? Значи, одлично прашање. Значи, живееме во време кога сите зборат, сите говорат. Меѓутоа, луѓето нема знаење, не смееме да збориме за исламот. Значи, исламот треба да им се препушти само на луѓе кои што се докажале во своето исламско знаење. Значи, се повикуваат на Куранот, се повикуваат на хадисот, нели, и се повикуваат на потврдените ставови на нашите исламски алими од пред 1 милениум. Бидејќи доколку ние почнеме да даваме фетви од своја глава, ќе се скараме, непријатели ќе бидеме и наместо да се сакаме, да се почитуваме, ние, нели, меѓу нас ќе владее омраза и непријателство. Значи, кој е муфтија? Муфтија е човекот кој што докажано збори со Аллаховите зборови. Докажано збори со зборовите на Мухамед салалаху алейхи ва салем. Човек кој што допринел за позитивен развој на муслиманската заедница. Човек кој што кај народот ужива углед. Луѓето го почитуваат затоа што жртвувал за прогресот и напредокот на таа заедница, не ги мамел, не ги плячкал, не живее од нивните пари, нели? И не ја злоупотребува верата да заработи од джепот на луѓето. Значи, да бидеме искрени и отворени. Значи, таквиот има право да им дава фетви на луѓето. Што значи фетва? Да им дава на луѓето насока како да се владеат во своите животи. Бидејќи ти, ако му дозволиш на човекот да земе камата од своја глава, нели? Или затоа што имаш интерес од тоа, каматата е најголемо зло. Аллах Джелешану вели, ако не се оттргнете од каматата, подгответе се за војна против Аллах и неговиот пратеник. Војна. Знаеш ли кога порано, кога умирале во времето на првите муслимани, кога умирале лихвари, познати како камачи, во гробот им ставале сабја и им велеле, пред да им ја фрла земјата, еве вие сабјата, сега сте мртви, во гроб сте, ајде одете сега, водете војна против Аллах и неговиот пејгамбер. Значи, тоа е тежината на каматата. Пример само, нели? И сега тебе ти доаѓа човек кој што не може да ја разбере таа тежина, не е на таа дереџа од богобојазливост и дава фетва, брат, нема проблем, земи го ти тоа слободно, ајде Аллах ќе олесни. Нели? И себе си се води во заблуда, а и го води во заблуда човекот кој што го прашал за таа работа. Нели? Затоа велиме дека исламското законодавство, нели? Или исламското право кај 4 мезхеба или кај 4 правни школи, нели, содржи во себе, ги содржи следните точки кои што се пресудни за функционирање на секојдневието на луѓето. Тоа е целта на постоењето на фикот, тоа е целта на постоењето на мезхебот, а не, драги и почитувани мои браќа и сестри, како клањал или што правел. Нели? Клањањето е по сакаш, не сакаш, мораш да клањаш. Нели? Како и да клањаш, по било кој метод,
на 4 мезхеба да клањаш, ти си во право. Зошто си во право? Па затоа што Ебу Ханифе слушнал од еден сахабија дека пегамберот алейхи селам во оваа висина ги дигал рацете. Ахмед и Шафии зеле од друг сахабија дека тој ги дигал рацете во оваа висина, нели? Или има Малик рекол дека во оваа висина, нели? Сите тие преданија се веродостојни и секој еден од асхабите го видел пегамберот алейхи салату веселам во одредена позиција како го правел тоа и така пренел. Меѓутоа има Малик, не ги држи рацете тука воопшто, ги држи спуштени низ тело. Зошто? Затоа што човекот од кој што го зел хадисот, постојат преданија дека го видел пегамберот алейхи селам како ги држи рацете спуштени низ тело, меѓутоа заборавил да го нагласи фактот дека пегамберот бил многу болен и исцрпен, немал сила да ги држи рацете тука. И затоа така е пренесено, нели? Додека во друга ситуација го виделе пегамберот алейхи селам тука ги држи рацете или нешто. Значи, тоа е што? Тоа е жив опис на животот на Мухамед алейхи салату веселам, каков бил и како делувал. Сега да се вратам на основите на исламското нели знаење, нели на основите на исламското право, нели Куранот. Значи говори за исламското право и како прво содржи во себе сарихул амр, значи чиста и недвојбена наредба. Значи наредба за она што мора да се исполни. Значи ова е основа во исламското право. Имаме исто тако ел ихбару би ен ел фиеле мектубун алел мухатабин. Исто така законска легислатива дека се она што е пропишано со Куранот, тоа мора да се испочитува. Значи тоа е императив. Тоа е што императив или наредба. Меѓутоа луѓето не се свесни. Еве наредбата. Кутибе алейкуму сияму. Ви се пропишува да постите. Готово. Немаме избор. Нели? А кога зборевме за јасната наредба, на пример, инна Аллахе је'муру бил адли. Аллах ви наредува правдина. Значи немаме избор. Значи од овие работи Аллах ви наредува правдина и сега ти имаш цело поглавје за правдината и така натаму. Кога се збори за наредбата, нели, каде што Господарот вели, ви се пропишува постот, ти имаш на десетици наредби, разбираш, и одредби кои што ни се во облик на наредба, за кои што говори Ебу Ханифе, говори и Ахмед, говори Шафи, говори Малик. Имаме исто така дека што? Дека одредена работа важи за поединец, а одредена работа важи за сите луѓе. Еве, ќе кажеме сега. Одредена работа која важи за сите луѓе. Која е? Валиллахи ален наси хиджул бейт. И луѓето се должни, обврзани се да сторат хадж. Значи сите луѓе. Меѓутоа тука доаѓа што Аллахова милост, нели, ова е за сите луѓе, и Аллаховата милост за секој посебно, која е мени стата илейхи себила. Но за тие кои што се во состојба тоа да го направат. И тука имаме сега едно цело поглавје, нели? Имаме исто така, нели, имаме исто така, значи пропишан фарз, значи пропишан ваджиб, или имаме хамлул филил матлуб, алел матлуби минху. Значи имаме правило и пропис кое што се однесува на поединец или поединка која што се наоѓа или човекот се наоѓа во одредена состојба и мора да чека таа состојба да заврши. Еве пример, Аллах Джелешану вели, кога збори за разводот и за разведените жени, Господарот вели وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوء. И разведените жени мора да чекаат период од 3 месечни перења. Значи од 3 месечни менструации. Што значи мора да чекаат? Не можат да се мажат за друг човек, треба да причекаат 3 месеци за да се утврди да жената да не е трудна од првиот маж.
па да му го подметне своето дете на Туѓото вториот дете, маж. туѓото дете, така. Туѓото дете, нели? Значи тоа е све фика, значи тоа е све исламско право. Исто така имаме ел фи'лу џезаун ли шарти. Значи постапката на човекот е резултат на условот кој што го или го испочитувал или не го испочитувал. Нели? Значи ова се све законски регулативи. Ова се све да не должам. Значи ова се све работи кои што се директно поврзани со исламскиот фикх, со исламското право, а за кои што зборат четирите мезхеба. Јас сега иншалlah ќе искористам прилика, ако те разбрав, ако ти го разбрав прашањето, луѓето сакаат, значи мала историја за мезхебите или кратка историја од правните школи, односно месепите, значи како дојдоа до тоа, како беше животот тогаш, меѓу себе како тие се столе. Одлично. Значи јас овде ќе кажам само една работа, да не должам многу. Значи треба да се знае дека првите исламски правници се асхабите на Мухамед салалаху алейхи ва селем. Значи од нив го зимаме исламското право. Значи исламските правници од времето на пегамберот алейхи селату ва селам се делат во две групи. На исламски правници од Мека и на исламски правници од Медина. Значи тоа биле муфтиите кои што говореле во името на пегамберот алейхи селату ва селам. А Мухамед алейхи селам зборел во името на Аллах субхану ва таала. Значи го пренесувале знаењето. Значи тие што го пренесувале знаењето или првите правни школи во времето на асхабите се од страната, да кажеме, прва била Умул Муъминин, значи мајката на правоверните Аиша радијаллаху анха. Исто така Абдулла ибн Омер, синот на Омер ибн Хаттаб. Исто така Ебу Хурейре, Сеид ибн Мусејеб, Урва ибн Зубейр, нели, Ебу Бекр ибн Абдуррахман, Али ибн Хусейн, нели, Убейдулла ибн Абдулла, Салим ибн Абдулла, нели, примера ради. Значи тоа биле тие познати имиња во Медина кои што издавале фетви, тоест говореле во име на исламското право. Во Мека од редот на асхабите биле најпознати Абдулла ибн Аббас, Муџахид ибн Џубейр, Икриме, Меуле ибн Аббас, Икриме, значи помошникот на Ибн Аббас, нели, а меѓу нив имало и табиини, значи луѓе кои што дошле после асхабите, како што бил Ата ибн Еби Ребах, нели, и Ебу Зубейр, Мухамед ибн Муслим. Сега, што е интересно? Интересно е што после нив доаѓа втората и третата генерација, значи табиините и табиините, во нивно време доаѓаат четирите имами, како што се Ебу Ханифе, имам Малик, имам Ахмед ибн Хамбел и имам Еш-Шафии. Нели? Значи тие доаѓаат во тој период. Што е интересно за тој период? Интересно за тој период е дека муслиманите ја прошириле својата држава, нели? Откако ја прошириле својата држава, дошле во контакт со нови цивилизации, дошле во комуникација со нови култури, со нови народи, нови нации, нови јазици, нови традиции, нови обичаи. Нели? И затоа од еден до други регион имало разлика во ставовите на четирите познати мезхеби. Дури имам Еш-Шафии, додека живеел во Ирак, ја имал старата правна школа Мезхебул Кадим или Мезхебул Кадим, кога отишол во Египет, кога видел дека народот на Египет има потполно друг ментален склоп, ги сменил своите фетви, ги прилагодил на тамошниот обичај и традиција и тука тој голем број на своји фетви модифицирал
и својата правна школа, дури неговата правна школа таму ја нарекле медхебул джедид или нова правна школа, нов мезхеб. Зошто? Затоа што се доаѓа во контакт со, како што реков, нови цивилизации, нели? И тука сега со ширењето на исламското знаење, со ширењето на таа исламска теологија, нели, и се повлекуваат нови прашања. Кои прашања? Па прашања од областа и на логиката, значи логичното објаснување на исламските прашања, и прашања од исламската апологетика. Нели, нажалост во тој период муслиманите веќе почнуваат да доаѓаат во допир со персиската филозофија, со грчката филозофија, нели, и со римската филозофија, нели, а тоа се филозофии кои биле втемелени на идолатриски учења и така натаму и така натаму. Па затоа велиме дека прв кој што се појавил, значи во тоа време, е познатиот имам Ебу Ханифе, или неговото полно име Нуъман ибн Тhabit ибн Зути, нели, роден бил во 80-та година по хиджра. Роден бил во 80-та година по хиджра. За него се вели дека го сретнал Абдула ибн Месуд, ради Аллаху Теала анху. Значи, асхабот на пејгамберот, салаллаху Теала алейхи васелем. Инаку Ебу Ханифе не бил арапин, меѓутоа бил извореден познавач на исламското право, нели, и како таков многу брзо го завзел своето место, кое што подоцна низ историјата ќе биде запишано како место на еден од главните исламски апологети или правници. Нели, некои па велат дека не се сретнал со Абдула ибн Месуд, туку се сретнал со генерацијата на табиините, меѓу кои што биле најпознати Ата ибн Еби Ребах, нели, го спомнавме. Ата ибн Еби Ребах беше муфтија во Мека, нели, во тој, и Нафија, Меула и Нафија, значи помошникот, кухниот помошник на Ибн Омер, синот на Абдула ибн Омер, ради Аллаху Теала анху ва ердаху. Кои се најглавните, значи, кои се најглавните учења на имам Ебу Ханифе рахимехуллах? Ќе кажеме дека нема најглавни учења. Едноставно се работи за човек кој што бил гениалец, значи се работи за човек кој што имал изворедна логика, значи имал изворедна интелигенција и бил извореден, нели, познавач на исламското право и точно знаел кога за што ќе говори. Значи, точно знаел кога за што ќе говори и бил еден од најголемите апологетичари кои што им се спротивставувале на доаѓачките бранови на нови неисламски идеи кои подоцна ќе навлезат меѓу муслиманите и ќе направат голема штета, нели? Меѓутоа, од друга пак страна, Ебу Ханифе рахимехуллах, нели, му се припишува дека е припадник на едно верско училиште кое што нема врска со него, и не е вистина дека Ебу Ханифе, имено велат за Ебу Ханифе дека произволно зборел за Аллаховите својства, значи произволно ги толкувал Аллаховите имиња. Тоа не е точно. Напротив, Ебу Ханифе е познат по својот став дека и Аллаховите имиња и ајетите кои што зборат за Аллаховите својства буквално ги толкувал и ги пренесувал такви какви што се. Не одземал ништо и не додавал ништо. Дури има една негова позната изјава во која што стои дека тој кој што вели, нели, дека аршот, значи престолот кој што Господарот го спомнува во Куранот, во 5-тиот ајет од поглавјето Таха,
нели, тој што тоа погрешно го толкува, нека знае дека е во заблуда, нели? А зошто ова го нагласувам? Затоа што се вели дека Ебу Ханифе токму ова го негирал, нели? Не е вистина дека тој тоа го негирал. Дали Ебу Ханифа има напишено хадиска наука? Дали постои? Ако постои, зошто малце се знае од тоа? Еве вака, значи нема потврдена хадиска книга од имам Ебу Ханифе рахимехуллах. Значи зошто? Нема потврдена. Еве, токму од причината, значи токму она, затоа ви го говорев она на почетокот. Затоа што, пази, има една книга, таа книга се вика Фикул Екбер, најголемото разбирање на верата. Значи, во таа книга, наводно имаме Ебу Ханифе, ги истагнува сите своји верски ставови и така натаму и така натаму. Таа книга е исправна, значи таа книга има на вистина извонредни верски ставови, значи нема девијации, нема искривувања, нема новоти или така наречени бидати, како ги нарекуваат, нели? Меѓутоа, со подоцнежно истражување, некои така познавачи на тој период велат дека тоа не е негова книга и дека Ебу Ханифе освен фикски дела не оставил зад себе хадиско дело. Не оставил зад себе хадиско дело. Зошто? Затоа што имам Ебу Ханифе рахимехуллах не чувствувал потреба зад себе да остави пишано хадиско дело, бидејќи не е потврдено дека дел од свој живот го посветил на изучување на хадиската наука. Во кој смисол? Значи не се бавел со изучувањето на ланецот на преносителите. Тоа е една голема наука која што бара големи живци. Еве, само за една каде се, еве ги, овие книгиве, еве, почнувајќи од оваа книга, завршувајќи до крај. Значи, ова се книги, значи, на илјадници страни, овие книги само се бават, значи, со ланецот на преносителите на хадисите и дали хадисот е веродостоен или не е, нели? Значи, нема ни една таква книга од имам Ебу Ханифе. Меѓутоа, затоа тој зад себе оставил што? Оставил цела една правна наука, која што е базирана на хадисот на пегамберот алейхи селам. И можеби можеме да кажеме, да, тој не оставил, значи, една книга зад себе хадиска, нели, како што оставил Имам Малик оставил книга која се вика Ел Муатта, нели? Меѓутоа, во неговите правни дела се спомнуваат хадиси за сите можни поглавља и велиме затоа и немало потреба тој да остави, нели, хадиска книга зад себе, нели? Тоа го разбираат оние кои што ја разбираат ова наука, нели? После имам Ебу Ханифе, доаѓа имам Малик рахимехуллах, нели? Малик ибн Енес ибн Еби Амир, нели? И тој своето потекло го води, нели, од познатата лоза на јеменските асхаби на пејгамберот салалаху алейхи ва селем. Кога велам јеменски асхаби, мислам на жителите на Медина, бидејќи жителите на Медина, енсариите, драги и почитувани мои браќа и сестри, потеклото го водат од Јемен. Значи, тие што биле на хадж и биле на умра, кога одат во Медина и кога одат во Мека, веднаш чувствуваат разлика. И вилат, вика, во Медина многу пријатно се чувствуваме, леле, луѓето се добри, луѓето се благи, луѓето се меки. А викам во Мека, убаво е во Мека, ама луѓето не се толку, пази, во Мека се супер, машаалла. Вика, ама не се толку благи како во Медина. Затоа што овие во Мека се стари арапски племиња кои живееле во тој регион. Меѓутоа, овие што се во Медина, нели, тие се од по порекло се од Јемен.
А за јеменците, пегамберот алейхи салату веселам ги фали и вели срцата им се како срцата на птиците. Значи лесни се, никогаш немаш проблем со нив. И вели пегамберот алейхи салату веселам, вели ел иману јемани, вика иманот е јеменски. Што сака да каже иманот е јеменски? Дека првите поддржувачи на иманот во Аллах субханаху ва теала биле жителите на Медина со потекло од Јемен. Значи Малик ибн Енес го води своето потекло од Јемен, рахметуллахи алей, нели? Има Малик е роден во 93-та година во Медина. Во 93-та година во Медина, 93-та хиджретска година, нели? И тој е познат во тоа време. Дури тогашниот халифа побарал од него книгата негова Муата како е напишана. Неговата книга Муата уствари била напишана како законодавен устав на тогашната држава. Халифата во тоа време побарал од него да напише книга која што ќе биде државотворен устав. Муснед Ебу Ханифе, значи ова што ви го реков пред малку, Муснед Ебу Ханифе од Фуад Седич, од професор Фуад Седич, значи тоа е значи правна книга исполнети со хадиси и затоа велиме дека немало потреба да има дури своја, а ова околу Муснедот на Ебу Ханифе има малку расправи колку е веродостојно да му се припише тој Муснед на Ебу Ханифе, рахметуллахи алей. Значи друга тема е тоа, Аллах да ве награди. Не е друга тема, ама еве ви го кажав тоа пред малку. Муата на Имам Малик, значи е книга која што тогашниот халифа побарал да биде државотворен устав. Он ја напишал книгата, но одбил книгата да биде државотворен устав и одбил книгата да им се наметнува како главно четиво од кое што луѓето ќе ја зимаат својата наука. Зошто? Плашејки се од екстремизам, плашејки се од радикализам, плашејки се од она што настанало неколку стотини години подоцна, кога муслиманите на голема жалост, заглавени во тие мезхебски екстремизми, нели доаѓаат во еден многу лош период, во едно мрачно доба, кога велеле ако ти си ханефиски мезеб, јас сум шафиски мезеб, ја не ти ја давам керками, харам ти ја да ја мажиш и обратно некои будалаштини тешки за кои не вреди дури ни да се зборува, нели? Имам третиот поред имам Шафии, тој се вика Абдулла Мухамед ибн Идрис ибн Аббас Шафии, нели познат е по своето дело Китабул или книгата мајка или книга на сите книги. Во таа книга истовремено се смета за книга темелник на исламското право. Ако не на исламското право, тогаш на основите на исламското право. Значи ова само ви го зборам на брзина, додека иншала не ви спомнам на што биле сите тие. И четвртиот е Ахмед ибн Хамбел, рахметуллахи алей, еш-Шейбани, бил роден 164 година по хиджра, значи во Багдад. Нели, тој е познат, тој има еден Муснед на Ахмед ибн Хамбел, тоа е една огромна книга, на илјадници страници, вистинска исламска енциклопедија. Сега, што е важно за сите овие имами? Важно е дека нивните фетви и ставови се давани во различни временски периоди и проблемот е што владееле различни политички состојби. Значи, зошто го велиме политичка состојба? Затоа што времето во кое што живееле и делувале овие 4 имами е време на исламска власт. Значи тогаш постоела исламска држава. Значи тоа е време на исламска власт. И тие имале слобода и имале обврска да го толкуваат исламското право и на основа на нивното толкување да се развива
и да се шири науката за исламското право. Меѓутоа, што е интересно? Интересно е што во периодот кога тие живееле, кога тие делувале, значи не е тоа период на омраза, не е тоа период на непријателство, не е тоа период на нетрпеливост, туку тоа е период на соработка, период на почитување, период на цветање на исламската наука. Интересно е тоа што едни со други можеби во некои одредени ситуации дури се среќавале и кога би се сретнувале, едни на други би давале предност и едниот другиот би го нарекувал ти си мојот учител. Значи тоа е кулминација на почит и кулминација што на една братска соработка и братска љубов и соработка за разлика од она што ние денеска го живееме. Значи ова е сега она што ми паѓа на памет на брзина да го кажам. Дајте, ако збориме сега, има работи во кои што се разликуваат, мислам тоа се на, да не кажам стотици, можеби илјадници прашања. Вашиот брат Хусеин сепак е обичен смртник, ограничен е на тоа поле. Меѓутоа, ако сакаме за тоа да разговараме, можеме една посебна тема кои се тие прашања. Меѓутоа, тоа не се важни работи за нас денеска. Зошто? Затоа што го немаме тој луксус да расправаме на тој начин за мезхебите или тие правни школи. Туку треба да нагласиме дека сите тие се биле согласни дека изворот им е Куранот, изворот им е Суннетот. Дури говореле, ако видите дека мојот став е во спротивност со она што го говорил Мухамед алейхиселам, моето фрлете го, моето не важи. Важи она што го кажал Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Меѓутоа денеска живееме во еден период кога муслиманите првим велат што рекол овој, што рекол оној, а не знаеме што рекол пегамберот алейхи селату веселам. И што е на најголема жалост, што е најлошо, па се вадат на мезхебите, ќе кажат јас сум ханефиски, не брат, ја не сум тој мезхеб. Не, ниту ти си ханефиски, ниту овој шафиски, ниту овој хамбелиски, ниту овој маликиски мезхеб. Никој од вас не е од ниеден мезхеб, зошто? Затоа што прашањето за кое што може би говориме, никој не го знае, никој не го изучувал, никој не ги знае аргументите на тие алими. Туку што, за да ја зголемиме нетрпеливоста и неподготвеноста за меѓусебна соработка, велиме, не, ние сме од овој месеб, оне од овој. Добро брат, ако си ти од тој месеб, за одредено прашање говориш, кои се твоите аргументи дека дотичниот имам за ова прашање го рекол тоа и тоа? Еве еден обичен пример. И се надевам дека никој нема да ми се налути, никој нема да се навреди, не дај Боже. Само знаењето го збориме, нели? И само со аргументи. Кај нас многу проширена работа е што луѓето кога ќе умре некој, нели, верата ни ја сведува само на мртвило. Само кога ќе има мртви, тогаш луѓето се собираат. Нели, ќе му читаат талкин на гробот. Така. Каде талкин кај муслиманите? Никаков аргумент нема. Па не, ние сме ханефи. Имаме Бу Ханифе, никаде не збори дека талкинот постои. Никаде, браќа. Не постои такво нешто. Кој го тврди спротивното, Бујрум нека донесе книга, нека докаже. Нема да докаже. Мусалаташ, што се вели, нели? Мусалаташ. Што е тоа, не знам. Мусалаташ е тоа каменот каде што се ставува џеназата и талкан му прави. Ала да те награди, токму така. Или, значи, тоа никаде не постои. Или, после 7 дена или 40 дена да му читаат Куран, ама ова се христијански обичај. Со мој должна почит кон христијаните, немам ништо против нив. Не дај Боже некој погрешно да не ме разбере. Ама тоа се нивни обичаи. Немаме ние ништо со тоа. Ама ние тоа сме го наследиле изгледа од нив. И ќе кажат, ние сме ханефи. Добро брат, кажи ми, имаме Бу Ханифе. Кај тврди дека тоа нешто постои? Нема. Не постои. Нели? Или начинот на кој што се однесува голем број на луѓе и ќе кажат тоа е согласно со месебот на Ебу Ханифе.
Не е согласно. Еве да кажеме дека, знаете ли, драги и почитувани мои, дека имам Ебу Ханифе бил најекстремен, ако смеам да кажам екстремен, ќе кажам најстрог, најстрог или најприврзан. Најприврзан бил за теоријата дека тој што не ги клања сунетите е грешен кај Ала Джерешану. Додека кај другите имами стои дека сунет, ако сака човек ќе клања, ќе има поголема награда, ако го пропушти сунетот, не велам секогаш, велам на дневно ниво, ако некогаш го пропушти сунетот, не е грешен. Ебу Ханифе вели не, сунетот ако го пропушти, грешен е кај Аллах субханаху ва теала. Нели? И ние така кога збориме, или ако кажеме, да не ме разберете погрешно, ве молам, далеку од тоа, нели? Знаете ли дека имаме Ебу Ханифе не прифаќал сведоштво, значи збориме за тоа време, не прифаќал сведоштво од човек кој што си ја бричел брадата. Ве молам, немојте погрешно да ме разберете, Аллах да ве награди. Значи далеко тоа, не сум од тие кои што велат брада по секоја цена. Значи не сум од тие, да се разбереме. Нели, во животот сум видел луѓе со бради, ама не се баш. Во животот сум видел луѓе без бради, машала, кои сте стварно на место. Меѓутоа, немојте да ме разберете погрешно, секој си има своји лични искуства. Ама знаете ли дека во времето на Ебу Ханифе како кадија, нели како кадија, не прифаќал од човек сведоштво ако избришен. Ке му каже ти ако не го сакаш сунетот на пејгамберот алейхиселам, па како вика ја од тебе да земам сведоштво? И кога ќе им кажеш на некој, ќе ни кажат вие со брадите сте вакви, ние сме ханефисти. Не сте вие. Ние повеќе го следиме учењето на имаме Ебу Ханифе од вас. А не сакаме ова да го земеме како непријателство или навреда. Далеку од тоа. Туку сакам да кажам што? Сакам да кажам дека погрешно е презентирано учењето за мезхебите кај луѓето. И на основа на таа погрешна презентација, луѓето меѓусебно се караат. Напротив, пораката на исламот е што иннемел муъминуне ихуе, сите верници се браќа. Иннемел муъминуне ихуе, сите верници се браќа. Тоа е легислативата, тоа е онаа работа која што нас не поврзува. Значи, ако си верник во Аллах, браќа сме. Ако човекот не е верник, не е наш брат. А тоа сега што си го избрал, тоа е негова работа. Кај Аллах ќе полага сметка, нели? Затоа, значи, тоа е пораката дека правната школа или мезхебот треба да ги разбереме само како олеснето толкување на сунетот на Мухамед алейхиселам, а никако како причина муслиманите да се судрат, не дај Боже. Ајде, Бујрум, повели, Сали. Не знам сега дали ќе имаме време, шејх, затоа што сме 1:45 минута во емисија. Ако може 10 минута да дадеме за прашања, што велиш, не знам. Дали... Нема проблем. Ако ги знам прашањата, ќе ги одговорам, иншалла. Тоа е сигурно нормално. Еве, ќе земеме од братот кој тука заглавил, значи целиот чет тука го блокирал со прашања, едно прашање, ама постирал повеќето пати, значи да го гледам. Предпоставувам може би братот мисли дека интернетот не функционира кај мене и кај тебе. Не знам. Да, Газмен, да. Вака. Еселаму алейкум рахметуллахи ва берекату. Прашање до шејх Хусейн Мадемов, што е луѓе што ги одбија хадиси. Да. Дали ќе може да се чита или да ти прочитам јас? Јас го прочитав прашањето. Аллах да го награди братот Газмен. Мислам дека ова прашање не е за вечерашново дружење, не е за вечерашната тема, ова е прашање на една посебна дискусија, инша Аллаху Теала, нели? Биднилахи Теала, во друга прилика ќе одговориме со сета моја почит кон братот Газмен, кого го познавам, имаме соработка со него, Аллах да го награди. Тој посебно, нели, е активен на полето, нели, за рамазанско дружење, Аллах да го чува. Меѓутоа мислам дека тоа е посебна тема
за еден посебен разговор, бидејќи самиот одговор на ова прашање од каков сум јас, нели, самиот одговор на ова прашање ќе земе минимум пола сат. Пола сат, затоа што морам да водам... Тоа време. Еве, Роберт Адем, селам до него и до неговата фамилија, вика вака: почитуван шех, убаво и реално објаснувате за начинот од намаз, но тогаш зошто ви смета во џамијата ако јас клањам со пуштени раце? Не сум добродојден во намазот или молитвата. Мене не ми смета, не дај Боже. Бидејќи гледам во прво лице ми се обраќа братот, значи немам такви искуства, не дај Боже, никој не може на никого да му забрани џамија и братот, ако сака да биде малку подециден, поконкретен, да го пренесе неговото искуство, зошто го поставил вака прашањето. Да. Еве Маријан Милано, селям до него, вика: дали о штар месепија леле школата од Џафер Садак? Дали 4 месепа зеле школо од Џафер Садак? Одлично прашање. Школото на Џафер Садик, нели, е правна школа исто така, нели, која што постоела, ова е она што го реков на почетокот, нели, значи правна школа постоела, Џафер Садик, значи бил докажан побожник, бил голем верник, одличен познавач на исламското право, меѓутоа Џафер Садик нема никаква врска и никакви допирни точки, нели, со значи нема никаква допирна точка со денешната шиитска идеологија која што своето учење си го припишува на имам Џафер Садик, значи тоа не е докажано, меѓутоа медхебот или правната школа на Џафер Садик со текот на времето, значи доживеала, како што реков, или не била запишана, или не била регистрирана, нели, или едноставно отишла во заборавот на времето, на голема жалост. Нели, истото тоа ќе го кажам и за правната школа на Суфјан ибн Ујејне, еден голем исламски правник, кој што дури го смета дека бил поголем и од Ебу Ханифе, и од Ахмед ибн Хамбел, и од имам Шафи, и од имам Малик. Значи, запомнете го името Суфјан ибн Ујејне, или Суфјан Ethеури, се извинувам. Суфјан Ethеури, се извинувам. Значи, дури поголемо знаење имал од нив, меѓутоа така се случило, не остале неговите ставови запишани и улемата денес тоа само усмено го пренесува, исто како што е случајот со школото на Џафер Садик, кое што денес нема никакви допирни точки со учењето на шиитската идеологија. Имаме уште едно прашање од шејх Гюнер Абдула. Селам алейкум, шејх. Сали Рио Сергил, едно прашање до шејхот: вехабите која правна школа следат од овие 4 школи? Тоа прашање ќе се јавите во Саудиска Арабија и таму ќе им го поставите. Значи, таму можеби ќе ви дадат одговор, јас не сум компетентен, бидејќи имам своји одредени политички видувања. Јас нагласив на почетокот на емисијата, јас пишувам за некои македонски медиуми, понекаде се јавувам и како политички аналитичар. Морам нескромно да ви кажам, извонредно ја познавам политиката на тој арапски свет, нели, и доколку сакате можеме некогаш да збориме за таа тема, меѓутоа изразот вехабии или вехабисти кај нас, нели, кога се спомнува, нели, политички е злоупотребуван, нели, политички е злоупотребуван и во светот воопшто политички е злоупотребуван со цел да ги скара муслиманите меѓусебно и така натаму. Меѓутоа, ако ме прашате дали тоа има некаде вкоренување, дали некој тоа го измислил и така натаму, јас ќе кажам да, можеби тоа е измислено како политичко движење во одреден момент да му биде во нечија, на некој во нечија корист, меѓутоа од друга пак страна можам да ви кажам како верско учење, значи говориме за едно, ја не сум вехабија, далеку тоа, не сум ни селефија, нели, јас сум муслиман,
како секои останат. И не ги сакам тие имиња, бидејќи сметам дека имињата ги скараа муслиманите, нели? Меѓутоа, ако збориме за оригиналното учење на Мухамед ибн Абдул Вахаб, нели, или за толкувањата кои што подоцна дошле, толкувањата на неговите дела од страна на познати и признати исламски авторитети, ќе ви кажам дека во прашање е една изворедна презентација, значи потполно оригинална и докажана со аргументи, значи со исламска аргументација, значи одлично толкување на исламските прашања, меѓутоа може би е злоупотребена во еден период од историјата во политички контекст. Шех, селям алейкум до Левен Даутовски вака вика. Селям за шех прашање од Тирмиз хадис број 171, дали важи за овие 4 школи? И не знам, значи хадисот 171 од Тирмизи, не знам за кој хадис се работи, не сум хафиз на хадискиве збирки. И хадисот во Куран Али Имран 103, Али Имран 64, Ел Енам, па добро, Левент, аман молинама, туке цело Куран ека. Интересантно, фала шех. Не знам, не го разбирам прашањето. Ајде сега... Добро, одиме понатаму, еве, баш ме заинтересира. Одговор, значи, хадис Тирмизи, одговор во Куран, Али Имран. Веднаш ќе видам на што се цели. Еве, 103-тиот ајет. Добро. Сега разбрав, добро, значи, братот збори за ајетот, وَأَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Значи, сите држете се кон Аллаховото јаже и немојте да се раздвојувате. Значи, окей, значи пораката е разбрана, благодарам брат, благодарам. Аллах да ве чува. Шех, претходното прашање од Роберт Адем со спуштење раце, тоа не се наведува на тебе, значи не се наменет на тоа. Сега, вака, не се работи за вас, почитуван шех, но во двете џамии во Шуто Оризари не сум добродојден во намазот поради спуштење на раце. Месеп имам Џафер Садик, во Куран се наведува на спуштење на раци, покорни верувајте во молитвата. Значи, во Куранот никаде не се наведува да се спуштат рацете. Значи, тако нешто не постои во Куранот, бидејќи во Куранот никаде не се опишува формата на кој што треба да се клања намазот. Значи, Роберт Адем треба да си ги провери информациите, дефинитивно не му се точни, бидејќи пегамберот алейхи селату веселам, јас ќе понудам аргумент веднаш, Мухамед алейхи селату веселам вели саллу кема раитумуни усалли. Клањајте како што мене ме гледате да клањам. Значи, никаде во Куранот не се спомнува начинот на кој што треба да се клања. Туку се спомнуваат намаските времиња кога треба да се клања, а пегамберот алейхи селату веселам не учи како треба да клањаме, бидејќи тој е жив коментатор на Куранот. А она дека тој е од Месеп, Џафер, Садик, тоа нема да го толкувам, тој сам нека си даде одговор за таа работа. Тоа е некој конфликт вајда што го има таму со луѓето, тоа е негова работа. Не сум компетентен да одговорам на тоа. Шех, Мухамед Јашар Муки прашува, шеј го имаш преведено тефсирот од Ибн Кесир, кој е следниот превод на некое капитално дело. Има ли шанси муснет од Ханбели? Еве вака, Аллах да го награди братот, јас не го преведов целиот тефсир, ја го преведов само вториот дел во целост и третиот дел до сурету Сеџде. Значи, вториот дел е во целост мој превод и третиот дел до сурету Сеџде. Од сурету Сеџде понатаму преводот е на почитуваниот Ефендија Ариф Рамадани од Струшко. Моментално, елхамдулилахи раббил алемин, работиме на едно капитално дело, значи го работам преводот на изворедното дело Сахихул Бухари. Значи од имам Абу Абдулла Ал-Бухари, нели, и се надевам дека иншааллаху теала тој проект во наредната година, во текот на оваа година иншааллаху теала се надевам дека ќе го завршиме иншааллаху теала. Инаку проектот го работиме
нели, значи јас исклучиво само јас се појавувам како преведувач, нели, бидејќи беше одлучено да нема различни преводи, нели, тука само еден преведувач да биде, во состав на нашето здружение Ислах, тоест не здружение, нека биде Ислах, тоест разбудија својата свест, значи сакаме да постигнеме афирмација на верската мисла и верска едукација кај муслиманите, меѓутоа покровител на овој проект се браќата од исламска роднинска слога Аллах да ги чува. Значи тоа се добри луѓе кои што не жалат ни време, не жалат ни се што треба да се направи, да се помогне овој проект, они веќе тоа го завршиле, Аллах да ги чува, да им даде секој хајр, и можете на Facebook да ги најдете под истото име, значи исламска роднинска слога. После, откако ќе завршиме со проектот на Бухари, инша Аллаху Теала, следниот проект ни е збирката на имам Муслим, инша Аллаху Теала, Аллах да даде здравје и живот, бидни Аллах Теала. Хоđam, шейх Бислим Кјамуран, Чичко Кјамуран, прашува вака, дали само Ајша е мајка на верниците или сите посланикови жени, па само она пренесували хадиси? Одлично прашање, Аллах да го награди. Ти рече Чичко Кјамуран, ја не го познавам, нели? Добро, тој ми е Чичко за тоа. Аха, Чичко ти Кјамуран, окей. Значи, сите жени на пегамберот алейхи салату веселам. Значи, почнувајќи од првата, значи Хадиџа радијаллаху таала анха ва ардаха, па се до последната Аиша радијаллаху таала анха ва ардаха, нели? Сите тие се, иако пегамберот алейхи салату веселам и после Аиша оженил уште неколку жени, значи сите тие се наши мајки. Зошто ги викаме мајки на правоверните? Затоа што Аллах джелешенуху во Куранот ги нарекол дека се наши мајки на правоверните. Тоа е со Куранот се наречени мајки на правоверните. И не пренесува само Аиша радијаллаху таала анха хадиси, скоро сите ги пренесуваат тие хадиси, туку велиме дека Аиша радијаллаху таала анха ва ардаха е една од најголемите исламски правници од сите наши правоверни, од сите наши мајки, сопругите на пегамберот алейхи салату веселам, бидејќи најповеќе време таа поминала со него и била млада, брзо помнела и одлично ги учела сите тие проблематики со кои што пегамберот алейхи салату веселам им ги презентирал на муслиманите. Од една страна, од друга пак страна, значи Господарот субханаху ва теала вели дека во Куранот ајет дека во куќите на пегамберот се учи што ел илму вал хикме, значи се учи знаењето и мудроста. Значи во куќите на сите наши мајки, значи мајките на правоверните, сопругите на пегамберот салаллаху таала алейхи ва селеме, и имаме хадиси кои што некои од нив ги пренесуваат, нели? Значи нема сомневање во тоа. Нема сомнување во тоа. Еве да кажеме кој го пренесува хадисот кога пегамберот алейхи салату веселам дошол од пештерата Хира, целиот исплашен. Покрите ме, кога допрва дознал, кога што току дознал дека е пегамбер. Кој го пренесу хадисот? Хадиџа, нашата мајка, радијаллаху анха, и стрикно, значи имам Бухари вели ан уммил муъминине Хадиџете радијаллаху анха, од мајката на правоверните Хадиџа радијаллаху анха. Значи ова е само еден едноставен пример. Има подпрашање тука кој исто поставува Чичкото Кјамуран, вика вака, па зошто тогаш другите мајки ги нема во Бухари, ја наведи? Не ги има, еве што току реков. Ги има, како не, што току реков. Добро. Еве од сами Ибни Реџеп, иако повтори шејх, но мора малце и тоа да го земеме во обзир. Нема да поставиме веќе прашања, уште две прашања ќе дозволиме и вечерва некако да те ослободиме, сепак 2 сата
Нема проблем. Јас сум вечер расположен, дај шта даш. Селам алейкум пучевиджико шейх. Дали е калаштар месепијата на Арапија унапред олсасто? Прашање до шейх, дали овие 4 месеци сите се Арапи? Само Малик ибн Енес е Арап. Сите други се не Арапи. Велат имам нели Шафии дека има во себе арапска лоза, имам Ахмед ибн Хамбел, меѓутоа не. Значи сите тие се не Арапи со исклучок на Малик ибн Енес радијаллаху таала анхум џемијан. Нели? Инаку одлично прашање. Најголемите исламски правници и најпознатите автори на хадиски збирки, драги почитувани мои, сите се не Арапи. Сите. Нели? Еве да кажеме, Бухари е не Арап, Муслим не Арап, Тирмизи не Арап, Несаи не Арап, Ебу Дауд не Арап. Нели? Значи сите се не Арапи. Ова е доказ дека исламот не е арапска вера. Ова е доказ дека исламот не е само исклучио вера на арапите, туку е вера на целото човештво. И ваков убав колорит на големи исламски знalci нема во ниедна друга религија или вера осем во исламот. Низ историјата и така ќе остане во иднината. Нели, затоа пегамберот алейхиселам вели нема предност арап над неарапин, ниту црн над бел, ниту над црвен и така натаму. Аллах Желешану вели не кремекум индаллахи аткакум. Кај Аллах најдобар од вас е тој што најповеќе се плаши од Аллах субхану ва таала. Значи на судниот ден нема да бидеме прашани за бојата на кожата, за јазикот. Не Шех, наџанава, дали дикенама, дали шајте дикенма? Дали е кнау проблеми манде или о проблемите на Кошево? Не, очигледно Кошево. А ке тамо шех веќе интернети се и проблеми. Амен џај подрука Марија Месија, Сарсове Кригиум, значи кад дозволи нападна, Ошево ке тамо. Шех, имаше малце некои технички проблеми, ама еве пак сега одиме. Бојрум. Ја мислам дека завршив, ако ме слушнавте, нели? Па, само последните 2-3 минути може да ги повториш. Ајде да се обидам. Јас реков дека, значи, кај Господарот Аллах субхану ва таала, значи, ме слушнавте кога реков дека сите најпознати автори на најпознати хадиски збирки не се арапи. Нели? И затоа на судниот ден човекот нема да биде прашан за своето потекло, за својата боја на кожа, за својот јазик. Туку исклучиво ќе одговара пред Господарот субхану ва таала како бил неговиот ниет и какви биле неговите дела. Сега ќе искористам прилика и ќе кажам дека Фудаил ибн Ијад, еден од големите побожници, во чие што име останало запишано со златни букви во историјата на исламот, вели дека делото Аллах ќе го прифати само ако е искрено и исправно. Вика, искрено е ако се прави само во името на Аллах, а исправно е само ако е во согласност со постапката, тоа е со сунетот на Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем. Последното прашање, Левент прашува тајната на црниот камен во Кјаба. Мека Ја не сум од тие што толкуваат тајни, не пливам во тие димензии. Видов едно, 2-3 прашања тука кои исчезна пред мене, нели, прашања кои наведуваат на нешто трансцендентално, на нешто тајно. Не сум, јас сум приземен човек, јас живеам во животот на овој свет, дуњалучки, следам Куран, сунет, а тајни и такви работи, мислам дека пегамберот алейхиселату веселам не рекол дека има тајна црниот камен. Ние секогаш, знаете браќа што е работа. Значи, со мојата почит кон сите, без оглед дали се согласуваат со мене или не,
Не се тие мои непријатели. Се надевам не сум ни јас ниве непријател. Нели? Меѓутоа секогаш сакаме да научиме една работа. Драги браќа, почитувани сестри, ако веќе нешто говорите, ако веќе заговарате став, ако тврдите за нешто дека е вистина, значи ве молам, постапете како што постапувале првите муслимани. Првин дајте доказ од Куранот, дајте доказ од Сунетот и дајте доказ дека некој исламски алим од пред 1200-300 години го кажал тоа што вие го тврдите, за да знаеме во која насока ќе се движи расправијата. Меѓутоа, ако не зимаме од пегамберот, туку зимаме еден ланец на друго предание, нели, бидејќи во хадисот постои ланец на предание, дали се доверливи луѓе, дали се нели, ама ако земаме ланец, го слушнав чичко ми дека рекол, а тој од неговата стрина од нејзината вујна, а нејзината вујна ова го пренесува од таа бабата што продаваше компири на кјошот, а бабата кажа од нејзиниот дедо кој што собираше моркови на нива. И дека пегамберот рекол тоа и тоа. Не. Исламот не е таков. Ве молам. Туку ќе кажете Аллах рекол пегамберот, рекол Ебу Ханифе, рекол Имам Малик, Шафи, Ахмед, Суфјан, Ибн Хибан, Шејбе, овој, оној и така натаму, и на основа на тоа ќе знаеме што да разговараме. Ја затоа си го утепав јазикот, цело време избегнував уводот да го дадам за 4 мезхеби, бидејќи тоа кратко ќе траеше представувањето, меѓутоа зборев 1 сат за начинот на кој што функционира аргументацијата, нели, кај муслиманите. Тоа да го научиме, па потоа ќе ги разбереме мезхебите, инша Аллаху теала. Може уште и ова прашање, не е проблем. Ајде уште не е проблем. Прашања, ако може и со тоа да завршиме. Селам алейкум, шејх, прашање со Лейлетул Кадр во врска со 1000 месеци, што е прво? Дали е точно дека тоа е 83-84 ибадет или повеќе, пошто се спомнува хајрум, и ако еден ден кај Аллах е 1000 години, тогаш како ќе биде со 1000 месеци? Остави ми го прашањето, може да стои прашањето на... Може, како да не. Одлично. Океј, да, бидејќи малку ми е... сега не е хајрум со м, туку е со н, хајрун. Значи, тоа мора да го знаете, бидејќи тоа е Кур'ан. Еден харф, буква во Кур'анот, ако се смени ненамерно, тоа е греф кој што треба да се смени, значи мора да се научи. А намерно, тоа е веќе лоша работа. Меѓутоа секако братот, нели, тоа го рекол ненамерно. Или го напишал ненамерно, значи не е хајру м, туку е хајру н, подобро. Сега, Лейлетул Кадр во врска со 1000 месеци, што е подобро? Дали е точно тоа дека 83 или 4 години ибадет? Или повеќе, бидејќи се вели хајрун, или повеќе. Добро, го разбрав прашањето. Драги почитуван Мемет Демировски, овде стои ХФЗ, тоа значи дека си хафиз. Значи, Аллах да те награди, Хафиз Ефендија. Јас не сум хафиз, на жалост, нели? Ти во хафизлокот си една дережа погоре од мене кај Аллах субханаху ва теала, нели? А иншалла на сите Господарот да не ги прости гревовите. Не значи да, значи хајрум мин елфи шехр. Значи Господарот вели за Лейлетул Кадр дека е подобро од 1000 месеци. 1000 месеци ако се пресметаат, испаѓа некаде околу 83 години. Значи, но не значи тоа дека ако човекот ибадети еднаш годишно во Лейлетул Кадр, дека 83 години од својот живот готово не мора да ибадети. Не. Туку тоа е поттик верникот да само да си ја зголемува дереџата во дженетот. Бидејќи ние не знаеме како изгледа дженетот. Кога би знаеле како изгледа дженетот, не би биле живи. Веќе би биле во утробите на дженетските птици, како што вели пегамберот алейхиселам за шехидите, нели? Тие се единствените кои што се моментално сега во дженетот. Нели, нивните души се во утробите на
дженетските птици, нели, никој друг не е во дженетот, нели. Само да не ме прашате кај се сега пегамберите, ова, она. Секако и пегамберите се во дженетот. Меѓутоа, они се во задгробен живот и така дали, и така дали. Друга тема. Ајде. И сега, Аллах субхану ва таала од неговата преголема милост на човекот му дава за една ноќ да заработи плюс севапи како да живеел не само 84 години. Замисли секоја година од својот живот да потрефиш по толку години. Господарот субхану ва таала сака само години и тоа хајрун на крај да ти го даде како вечност да уживаш во дженетските благодати. Значи овде не е прашање на тоа дали е подобро и колку е подобро. Туку ова е опис на тоа што човекот го очекува во дженетот доколку ја потрефи ноќта на Лейлетул Кадр. Како да правел 83 години ибадет таа ноќ. И тоа кај Аллах субхану ва таала ќе му остане запишано. Ако живеел човек од 60-70 години и на тој негов животен век, ако му се додаде секоја Лейлетул Кадр што ја потрефил со својот ибадет, пресметувајте колку што сакате. Пак нема да пресметате, затоа што Аллаховата милост е многу поголема од тоа. Меѓутоа, зошто тоа Господарот ни го вели? Тоа ни го вели да ни даде поттик, да работиме за дженетот, бидејќи дженетот не се заработува лесно. Дженетот не е со зборови, дженетот не е со празни надежи, дженетот е со вистинско, правилно исламско верување и со практично спроведување на сето она што Аллах Джелешану го бара од нас. Вели пејгамберот алейхи салату веселам: "Ел кеису мен дане нефсеху ва амила лима ба'дел меут." Вика, паметен е тој што себе си постојано се обвинува дека тој е виновен за своите греови, нели? Паметен е тој што себе си постојано се обвинува, но работи за она што го очекува после смртта. Вика, "Вале аджизу мен", вика, а настрадал и јаден е тој што ништо не работи, ниту клања, ниту се залага за исламот, ниту прави добри дела, мисли дека ваква и онаква изјава ќе го спаси од джехенемот, нели? "Ва хуа јетеменна ала Аллахил емани." Вика, и ништо не работи од она што Аллах го побарал од него, а вика, само со празни надежи се надева дека Аллах ќе му прости. Такво нешто не постои. Зошто? Затоа што исламот, верувањето во Аллах е каулун ва амел, говор на срцето, значи потврдување на исламот како вистина, и ва амел, и спроведување на сето тоа во пракса. Тука имаме уште едно прашање. Може, повели. Може ли? Ајде, трета рунда. Идеме на трета рунда сега. Тоа е. Може. Вака, вика Сами Ибни Реджеп, сегил мокропанда аква пучивете шајба шо имам Џафер Садик, са сине арапи хем каскру нуко сине товол са 100 шейхем ту сегил. Значи, сегил едно прашање до шейх, имам Џафер Садик, беше арапин и чиј внук беше, ако може шейх да ни одговори. Значи лозата најверојатно. Информациите, најискрено ви велам, информациите, значи во моментот мислам дека води лоза од потеклото на Али ибн Аби Талиб. Меѓутоа ве молам, немојте да ми го земете одговорот здраво за гото, не сум сигурен. Малку ми се измешани информациите, нели, одамна ги немам обновено овие информации. Бил арапин и мислам дека води лоза од Али ибн Аби Талиб радијалаху анху. Значи мислам дека води од него лоза. Меѓутоа не знам каква важност е, дали бил арап, од чија лоза е, нема тоа врска.
Значи имаме Ебу Джехел му бил чичко на пегамберот алейхиссалам, бил голем најголем непријател, нели? А меѓутоа од друга пак страна, нели, Ебу Талиб, таткото на Али ибн Ебу Талиб, нели, бил најголем пријател на пегамберот алейхиссалам, бил заштитник, нели? Меѓутоа, ете така Аллах му одредил, умрел како мушрик, нели? И најблагата казна ќе има во џехенемот. Нели, ќе му бидат дадени железни кондури од кои што ќе му врие мозокот во вечноста. Аллах да чува. Нели, Аллах да чува. Ова го зборам затоа што читам меѓу редови, значи прашањето го читам меѓу редови, ако смеам да не го навредам братот, нели? Сакам само да напоменам, не е важно кој од кој потекло, важно е кој каков е кај господарот Аллах субханаху ва таала. Нели, има во подоцнежните генерации имало луѓе кои што биле од потекло на овие или оние, меѓутоа нивниот ислам не бил убав и нанеле многу штета на муслиманите. Еве за пример, па денеска еве кралското семејство во една арапска држава, во една арапска монархија има кралско семејство, нели, тотално го згазија исламот и така натаму, сите човекови права им ги одзедоа на муслиманите, а тврдат ние водиме лоза од пегамберот алейхиссалам. Нема. Еве, последно прашање, ако може, шејх, и со ова ќе завршиме. Левен прашал последно прашање, шејх, како ја гледаш школата на Закир Наик? Ја можам само да кажам, Закир Наик, Аллах да ни го чува, Аллах да му даде долг живот. Инша Аллах, уште многу години да се дружиме со него, уште многу користи да видиме од него. Шејх Закир Наик е великан на исламскиот уммет. Длабоко сум убеден дека таму некаде после 50 години, после 100 години и натаму, дека кога ја и ти, брате Севгюл, ќе бидеме заборавени дека воопшто сме постоеле, името на шејх Закир Наик уште долго ќе се спомнува. Аллах да ни го чува. Човек со извонредна интелигенција. Јас лично сметам дека шејх Закир Наик, пегамберот алейхиссалату васелам вели дека Аллах на секои 100 години ќе прати некој да ја возобнови догмата на исламот. Значи тоа е хадис. Нели? Лично, тоа е лично мој став. Иако не сум слушнал некој алим, меѓутоа тоа е мој став. Нели? Јас лично сметам дека шејх Закир Наик е, значи, реформатор на нашето модерно доба, нели? Дојдене на луѓето да им ја појасни догмата на исламот однова, нели? И гледате доказ за тоа се илјадниците луѓе кои го прифаќаат исламот прво со Аллахова милост, а потоа со себебот на овој великан. Аллах да ни го чува и голем живот, долг живот да му даде, беричетен живот да му даде, уште многу години да ни биде од корист, инша Аллаху таала. Нема да поставиме веќе прашања, затоа што обеќав за шејхот. Има уште прашања, али не сакам сега, затоа што треба негде да се држиме на некој кодекс кој ние вака сега тука договор имаме. Имаме едно убаво вака вели сами Ибни Реджеб Сегил шеја мангавате контактиринате манглаов сесто. Сака да ве контактира, ако може. Како да не може? Било во кое време, како сакате. Значи, сите сте вие наши, ние сме ваши, сите недоразбирања кои може би, не дај Боже, да ги имаме со некого. Значи, све се решава преку диалог, драги почитувани мои. Се решава преку дискусија. Мислам, големи светски војни, нели се решиле каде? Не се решиле на бојно поле. Тоа е грешка да се верува. Се решиле каде? На преговарачка маса, готово. Значи, луѓето потпишале мировни договори, војни прекинувале, а камоли ние муслиманите не сме, не дај Боже, во војна. Значи, со разговор, со дискусија, со комуникација, со отворени емисии, со ваков јуначина како што е нашиот и вашиот водител Севгюл, нели? Ај малце сега да те фалам, да ти фрлам прашина во очи. Значи,
ти си еден од ретките интелектуалци муслимански на овие подрачја и пошироко, кој што има храброст да придвижи ваква иницијатива. Значи те пратам, те следам, водиш и друг тип на емисии, повикуваш секаков профил на луѓе, имаш 100% моја поддршка, за се треба да се разговара, за се треба да се комуницира. Луѓе сме, Аллах субханаху ва теала оставил да разговараме. Ако со разговор не се разбереме, субханала, па како ќе се разбереме, ла хауле ва ла куввета илля билlah. И тоа е она што сакав да го кажам уште на почетокот, го заборавив, нели, видов во минатата емисија некои така малку невкусни коментари, како Севгюл можел, таму некој оджа, ги цитирам нив, тоа не се мои збори, некој оджа да повика во друштво со некоја госпоѓа секако за мој поим, нели? Па како да не, субханаллах и лазим, како да не? Значи, Ама таа иста госпоѓа ја го примил ислямот тој ден. Ја го слушнав тоа, па тоа е прекрасно, Ама ние ако не комуницираме со луѓето, ако не разговараме со луѓето, па субханаллах, како ќе ја доставиме пораката на исламот? Како? Не е возможно. А тие луѓе се жедни да го чујат исламот. Тие луѓе само слушаат пропаганди, им ги полнат ушите со невистини, немуслимани кои што не им сакаат добро на муслиманите. Невистина, нормално, човекот ќе поверува. Еднаш ќе ја чуе вистината и се ќе му биде јасно. Апсолутно сме отворени за сите, поготово сме отворени за браќата. Контактирајте ме кога сакате, како сакате. Иншааллах, само ако сакате да разговараме, немојте пишувано. Бидејќи човек кога пишува, кога одговораш, кога ти одговора, може нешто погрешно да се разбере. Ова пишувањето е тешка лудорија и будалаштина. Не, директно. Клучи се, збори, прекиниме, ќе те прекинам, објасним и ќе ти објаснам. Ете, тоа е методологијата на нас муслиманите, иншааллаху теала. Јас мислам дека да се ни здрави жив за овие прекрасни зборови кои вака малце и се збунев. Не би сакал сега да... Тоа е за мене голем епитет кога зборува некој човек кој е стварно академика и тој голем и не само на некој образование, него и како теолог, значи некој такви зборови да ми кажува, тоа стварно ми прија, да ми биде здрави жив шех. Ја мислам дека и претеравме со времето. Сакам само уште да кажам дека јас уживав во овие прекрасно излагање твое, како и увек. Значи, моите критериуми се пополнети, баш така како што и очекував. Се надевам дека ќе ми бидеш пак гост, каде што и другите ќе земеме. Ќе ми биде чест. Сакам да те поздравам со исламскиот поздрав, селаму алейкум ва рахметуллах, и шава Аллах кабуле, нек направи да ни направи на сите муслимани, значи ибадет, што го правиме Ифа, Рамазан, месец Рамазан, значи што постиме, Аллах кабул нека ни направи. Ние ќе се видиме во други случаи. Ако ми дозволиш, само минутка. Значи, џезакаллах хер, нема да должам, само сакам, бидејќи не верувам дека ќе се видиме уште еднаш во Рамазан, нели? Сакам на сите браќа и сестри, нели, да им го честитам Бајрам, иншааллаху теала. Сакам на сите да ви посакам сите ваши дови да се услишани, Аллах да ви ги укабули сите ваши ибадети, сите ваши добри дела, иншааллаху теала, сето она што сте го правеле, да го стави на вагата на вашите добри дела, кога освен добро дело, искрена намера на судниот ден, на човека нема да му користи ни богатство, ни пород, ни ништо друго за што тој жртвувал во животот на овој свет. Се надевам, иншааллаху теала, дека Господарот ќе ни даде сила, ќе ни даде памет, ќе ни даде здравје, волја, енергија и понатаму, после Рамазан, да продолжиме да бидеме муслимани, како што сме биле муслимани во Рамазан. Бидејќи ако престанеме со нашиот ислам веднаш првиот или вториот ден на Бајрам, самите си се осудуваме на пропаст, оддалечувајќи се од Аллаховата милост. Уште еднаш Аллах да ви укабули, среќен Бајрам, а посебно на тебе, Сали, пак ќе кажам, не чини човек да се фали во очи,
меѓутоа ти не си тука случајно, не го правиш ова случајно и ја не сум случајно со тебе. Господарот субханаху ва таала е мудар. 50.000 години пред да го создаде Адем алейхиселам, тој веќе ја предодредил судбината на луѓето и знае дека ова и мое твое дружење со браќата е веќе предодрено во праисконската историја кај Господарот Аллах субханаху ва таала и се надевам дека ова убаво ќе ни биде возвратено на судниот ден инша Аллаху таала. Селаму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Еселаму алейкум ва рахметуллах, шейх. Уште еднаш Аллах нека те награди. Ке се видиме во други некои прилики. Еселаму алейкум. Факаме декутна кајсине, значи пандек емисија, овен са сте со сенси на менцар, мен на динама да име е конструктивно, хем информативно, а менге сар манушатаро исламско вероисповест, те конзумирина савко нешто, те шајхарите добина и верда перспективата ро исламско вероисповест, о шейхитано јек мануш кога со Чачипнаске доста компетентно, мадва со денгја амангејтано акана ачило аменге, а не те контролирина, дава те шати потврдина или пате негирина. Саакава, значи мукла аменге те рефлектирина па непти. Маги начало нешто е верно, те захвалинава тумие кото мареш уже конструктивна коментајра. Аллах иншалlah нека ракелтумен, ми извинава са коленги кога со ленгере коментара на муклю, таро просто разлоги пошто треба и те подчитујнани со кодекс измеѓу мандата о шейх, тај гостија, кога со итане акате, значи мате претерина дуите која саките на остварна емисија која со иеке манушеске џанала и тоа доста значи паре. Ме туменге панепти векирао, овен се сте со сенси на менца, мен каде коментај са, ки тари џамија ковол директно пренос, таро ИКУР, Исламско културно унион АКТ ко Дизелдорф, коте со Лейле Туркадърка оволтуме дваша и пакатарите дикен. Значи, ки џамијата и програма е џамија кеди. Мање начало нешто е верно, само те захвалинавате ми, па не те им блокирате мандатот ми. Пријатно, Джико Дикипа.